Добро вечер за нашите верни слушатели и гледачи. Добре дојдовте во седмата епизода на подкаст Тоа е тоа. После бизнис епизодата се расположивме со добар глас, волшебен глас, со малку музика, а вечерва продолжуваме со спорт. На наше огромно задоволство, македонската легенда во фудбалот, нашиот ценет пријател, голем патриот и велешанец, Панче Ќумбев. Добре дојде, Панче. Добро, не да ви благодарам на поканата и ти благодарам за убавата најава. Ти благодарам што ја прифати од прва без полемики. Се нафати веднаш да ни гостуваш, да ни достои со твоето присуство. Секогаш сум слободен се одзивам сите покани, така да гледам да стасам секаде кај што можам. Тоа е добро, со добро организирано време. Како си, добар си? Добро, супер, одлично. Малку напорно после празници, многу седенки, многу пијанки, многу дружби и ставивме некој кило плюс сега, од друга недела ќе морам почнеме малце поинтензивно спортуваме за да се вратиме во нормала. Со ветераните малце наместо 2 пати, 3 пати, 4 пати. Добро, таму повеќе кав ги има него. Играње, ама добро. И тоа добро ни доаѓа некојаш. Ама добро ти пишуваме асистенции, голови, асистенции, голови. Интересно е што бараат да играат, значи ти си меѓу нив, секогаш прашувате кога има термин, кога, значи тоа е добро, значи има и дружење, има и забава, има и трчање, тоа е. Почнавме одма директно на фудбалот. Од каде тоа дојде со фудбалот? Па добро, јас потекнувам од едно старо велешко семејство кое што гаи традиција во спортот. Дедо ми Панче, на кого носам името и презимето, бил поранешен гоман во тогашниот клуб. Сега нема држите збор, не се викал Борец, него се викал, ако не се лажам, Победа, така нешто. После се фузирале два клуба, па е настанат Борец. Татко ми бил поранешен фудбалер на Борец и некој каков, не знам, вајда гените си го носат тоа своето. И јас и брат ми продолживме после тоа. Брат ми беше голман, јас се запишав на мој, па мислам дека 7-8 години. Има интересна анекдота околу тоа. Татко ми не знаеш, јас од директно од училиште, тогаш учев во сегашно Блаже Конецки, тогаш беше Јосиф Брз Тито, се викаше социјалниот престој, значи отрибевме на училиште и се отидовме се на моја школско другарче, се запишеме на фудбал, значи тоа беше 7-8 години мој. Кога таму тренер на татко ми куќен пријател, покојниот и голема легенда на велешки фудбал господин Лазар Ќуринов. И кога ме праша по име, презиме, само се насмеам, одам јас дома, татко ме чека на врата, кај си бил ти денеска? Викам, зошто не ми кажа? Викам, сакав сам, знаеш, запиш. И така, тоа е интерес, така почнав. Лазар Ќуринов беше првиот тренер, прекрасна личност, прекрасен човек, легенда на велешки фудбал. Вие сте малку помлади него памтите, меѓутоа Ако не го памтам, тренер ми беше. Да, и тебе ти беше малце тренер, точно. Јас сум до толку млад. Значи таков легенда од човек и пред се педагог. Заедно со него после работеше малку Ристе Љапов, професор по физичко, и после него не зема таа генерација, можам да кажам, можам да го насловам така, мојот фудбалски татко, господин Тоше Нацев, кој што и ден денес го ценам и го почитувам. За мене тој е човекот кој што е заслужен многу за мојата кариера, пред се за мојот однос кон фудбалот, за дисциплината во општо во животот и во фудбалот и за начинот на размислување во фудбалот. Значи, он извади 2-3 прекрасни генерации кои што стварно, онаа моја генерација кај што јас бев и капитен, за малку не играв во финале на куп на младинци. Тоаш имаше некој чуден систем со групи, па така некои местники се случуваше добро во младите категории, не изфрлија. После тоа и после него имаше, после нас имаше 2-3 добри генерации. После тоа он остана полар, јас се во младинците не превзема Славче Давидков, малку и со него работев. И на мој некој 17 година влезам во првата екипа. Таму беше тренер Трајче Ковачев, популарниот зебец. Интересно е што, не знам и ти дали знаеш, јас до мој 17 години играв десетка, везен играч. Немав ништо заедничко со одбраната. Меѓутоа, на почеток на кариерата Лазар Ќуринов ме ставаше како центар халф. Може би он виде нешто во мене, после како се минува тренерите, ме става се понапред и бев прв стрелец во лигата. Значи имав некој 17 гола по сезона, така да не добив и пекар за да одново ми стоиште. Меѓутоа Трајче Ковачев ми виде во мене штопер, халф по фудбалски, да. И така од тој ден па се до крајот на мојата кариера, освен сега ветераните играм нормално 9 напаѓач и останам на таа позиција, мада и во Полска играв една сезона како задни везни и бев во тимот на сезоната на таа позиција. За задни везни знаев дека си играл, имаме правилно мојата, ама не знаев дека десетка. Да.
си играл, го спомна Тоше Нацев, имав среќа и мене ми беше тренер, секојаш за него имам нели зборувам во суперлативи затоа што пред се тоа што го спомна дека направи луѓе од нас пред се, да размислуваме позитивно на дисциплина. Секогаш ни велеше, ќе те прекинам, извини. Вика нема да станете сите играчи, меѓутоа ќе ве направам сите луѓе. И за наша среќа сите од таа генерација ден денеска се дружиме, се гледаме и пред да фане коронава, јас направив една седенка, ги собрав скоро, не сите, меѓутоа они што можев, што сум го так, една седенка и човекот беше воскитен и солзи му потокува, онака, знаеш, среќен дека оставил нешто зад себе со неговата работа. Оставил и нели во нашите генерации, ти мислам ти дека се последните генерации што ги водеше, зборам за машки фудбал. Ти уствари ги знаеш, Бојан, значи сме кумови, кумашини, од сео тоа, од неговото дружење, од него научив и да не доцнам никако. Од имаше едно правило, пола саат пред тренинг, например, ако е од 9 во 8:30, ако не си таму, не влегувај, вика, не влегувај, вака Не само тоа, не знам дали кај вас практикуваше преку пругата, не смеше да помине играч. Значи, кој помине преку пругата нема тренинг. Да. Ако е во недела надпреварот, у сабота 5 души им ѕвони на домашен или на фиксен тогаш. Не дај Боже да не си дома. Значи останало после нас истото. Кај нас правеше и на друга работа, добра. Одеше, значи како почињаме со тренинг сезоната, ќе земе на сите ни ги бараше бројите од класните раководители. За оцените, да. И кој имаше слаба оценка нема тренинг, така да прво те прави човек, па после фудбалер. Да. Поздрав до Тоше Нацев. Поздрав и од мене голем. Кога зборуваме за тие фудбалски почетоци, значи еден од виновниците веројатно е и татко ти што го засака фудбалот. Па да, добро. Меѓутоа никогаш сигурно он те носел на надпревари, сигурно. Да, меѓутоа никогаш не ме терал да морам да играм. Значи јас искрено не тераше да тренираме професионално, да не забушаваме. Тука од таа страна морам малце да покудам брат ми затоа што беше најголем талент може во Македонија за голман. Сведок си ден денес кога играм ветераните, какви паради се не прави и жал ми е што малце повеќе не направи фудбалот, меѓутоа таа негов карактер малце така беше помрзлив, требаше да го тераш. Јас се да не испам некој фалба, меѓутоа нели отворена емисија ќе си правиме обед. Јас секоја дома секој ден после секоја чаршија поиде до стомачни сум правил, значи сега веќе не правам, се гледа по мене, меѓутоа сега да речем меѓутоа на време да правев и не го теравме насил, значи татко ми не, тоа па ме го боли стомакот, па го боли ложата, па го боли и така, меѓутоа штета што не проложи екстра голем талент, меѓутоа се е тоа до карактерот на човекот, меѓутоа успешен е во другите полиња, во својата работа, така да секој си го најде својата. Добро, ти си го наследил името од дедот и он името и презимето. Он го наследил голманската позиција на се. Да. Само вајда не бил поупорен кога дедо. Се сеќаваш на условите што ги имавте во борец во тие млади категории. Вајда ги сме ги имале сличните, затоа сакам да зборувам. Да бидам искрен малце, ако направиме според денес и тоа, значи денешни деца имаат прекрасни услови. Значи прекрасни, мене јас дури некогаш се чудам како не сакам никој критикувам како некој родители или тренери се осудуваат да кажат дека утре ќе врне, ќе немаме тренинг. Значи јас за нас дали врнело, грмело, веело, снег до коленици или нешто, ние сме имале тренинзи и тоа ако влезеш на градски, тоа беше кога се освоил светско првенство. Ние трениравме во паркот, трениравме во Прашина. Не знам, во Превалец, во Башино село, не носеа со автобуси. На Бабуно направи едно градиште, таму одевме на више при крајот, јас кога бев борец. Така да кажам дека да, меѓутоа имаше една многу добра работа. Тоа што нема сега за жал, не можеше секој да тренира фудбал. Значи се правеше генерација селекција од некои 20 на деца кои што се таленти ги бива и имаше селекција. Значи сега тренираат по 100 деца во генерација. Значи со таква работа не можеш да направиш квалитет. Значи, не можеш да посветиш внимание. Да не ме разберат погрешно ниту родителите, меѓутоа сакам да апелирам дека да, и јас плаќам членарина син ми да тренира, меѓутоа син ти не мора да игра. Треба да тренира. А дали треба да игра или не ќе одлучи самиот тренер. И голем притисок се прави тренерите кои што ги држат тие младински школи. Имаат и они мала кривица, меѓутоа ги разбирам. Ако некој платил членарина дека треба да игра, тоа е за мене нонсенс, глупост. Јас до моите 17 години дека тренирам во борец ниту еднаш немам платена членарина и да бидам искрен, ако требало да се плати, јас и брат ми немало тренирам затоа што моите беа стечени работници, значи работеа во парцеланка, преку ноќ останаа без работа и све не мора пали да платиме членарина, значи има такви случаи и денес. И сигурен сум дека многу деца кои што вредат и квалитетни се, ако нема да платат членарина, нема да тренираат. И за жал многу работи се изместени денеска и баш од оние, ајде кажам, оној финансиски аспект. И ме жал што тоа е така, меѓутоа ги разбирам некаде и школите кои што тоа екзистираат и нели од тие членари живеат, меѓутоа
мора да си направат селекција една генерација која што треба да игра, другите оние што доаѓаат нека тренираат, меѓутоа треба да заслужат да влезат во таа екипа кај што играат такмици. Добро, ама не мислиш дека може тоа да се среди на поинаков начин? Например, Борец како клуб да си вложи во своите млади категории, например да има тројца тренери што ќе бидат на плата, па да нема потреба да има чланарина. Сега нешто мислам дека е во, ајде да кажам, во процес и сите клубови во Македонија тоа веќе почињаат да го прават, меѓутоа оние приватни школи се малце, ајде последниве 10 години малце понацена затоа што она што го кажав, син ми ќе го давам, ќе платам, па ќе игра, он мора да игра. Пример во Борец не може да игра. Карикирам сега да не биде глупост дека зборам за некои луѓе одредени, меѓутоа тоа е правата вистина. И за жал она дете што е талент, што е голем талент и што работи, не може да напредува ако тренира со дечиња кои што се доени да се рекреираат и да нормално, да спортуваат. А она што е доено да прави кариера не може да просперира и да напредува со такви противници. Па да, ама затоа викам ако застане клубот и ако рече овие тројца луѓе се одговорни, селектирајте 30 деца, на пример, зборам, не знам 30 или треба, вие знаете поварно сигурно, колку треба, селектирајте и нормално некој ако екскивира отстрани донеси друго и тоа. Има сериозен проблем во сите клубови во Македонија. Академиите, освен на Вардар едно време академијата баш добро работеше, сега со она приврење или Вардар напушти спонзорот. Значи стварно добро работеа по пример на европски академии. Академија подразбира тоа дете, она што кажав, селекција и тоа дете да има услови нормални за работа. Не е само во фудбалот дека си талент и дека можеш да направиш нешто. Мора пред се карактер, многу работа, многу откажување. Јас звучи смешно секогаш кога што споменам, меѓутоа јас на мои 18, 19, 20 години кога веќе фанав, ајде да кажам, озбилна женска, јас не испаѓав во 10 си одев дома, затоа што тренерот имам надпревар. Многу играчи тоа не го правеа и не направија кариера. Може не е тоа битен фактор, меѓутоа еден од факторите кои што допринесуваат. Ако си се одлучи да играш фудбал, играј фудбал, тренирај, работи. Жртва мора да има. Јас бев и одлучен ученик на школа, меѓутоа кога беше прекретница, мајка ми праша ќе студираш или ќе играш фудбал, кажав ќе играм фудбал, затоа што тоа ми е сонот, тоа сакам да го работам и тоа го работам и ден денеска. Има сериозен проблем во клубовите, затоа што акцентот секогаш им е на првиот тим. За мене коренот на сите добри и лоши работи е во младинските школи. Ако немате добри младински школи, ќе немате и добра прва екипа. Тоа е факт. Јасно. Кога беше нели пионер кадет, кој ти беше главен критичар? Татко ти може? Ти критикуваше? Знаеше да каже тука сгреши? Искрено бидам, ме критикуваше, меѓутоа секогаш беше умерен во тие работи, затоа што бев многу јас, па и денеска сум малку своеглав. Меѓутоа можеби таа некоја особина и сам бев свесен кога ќе одиграм слабо. И затворав сам во соба 2-3 дена не излегувам од соба. Значи моите го сеќаат тоа дома, знае. Јас и во првите тимови кои што сум идел сега дека одиграм слабо, знае супруга ми не ме задеа 3 дена, 4 знае дека сум даун, што вика, ти само на тоа мислам. Меѓутоа имав татко ми критичар и по интересно никогаш ми не рече браво денес кога игра добро, него добар беше денес, ама не е тоа. Значи тоа може да мотивирало малце повеќе. И така, не знам, брат ми секогаш тука онако помал ќе ми рече вамо напри тоа, не напри тоа, знаеш, тоа е нормално, тие работи се нормални. Меѓутоа, главен критичар родителите нормално. Прашањето го поставив затоа што има разлика, верувам дека така ќе ми одговориш, има разлика од денешните родители, еве јас сум родител, се надам нема да бидам таков. Од денешните родители и поранешните родители, нели, повозрасните сега што се како татко ти, како татко ми. Например, татко ми јас игра фудбал, нема врска, никош не дојде да ме гледа. Денешните деца за секој родител најдобар е син ми и му вика ти си најдобар, ти тренерот ако не го стави, значи тренерот не го сака. Тука мислам дека имаме ако ти викам на ти не се знаеме 100 години, не е тоа. Знаеш како? Има една изрека од многу познат човек на многу од вас во екипата идол, Алекс Фергусон, кој што вика најголем противник на днешните играчи се нивните родители. Тоа е најголем факт и јас секаде тоа го кажувам кај што можам, затоа што прочитав неговата книга и многу интересни работи има таму. И тоа е чист факт, затоа што од она моето е најдобро, како викаат она циганката си го фали своето. Нормално, значи ќе си го фалиш, меѓутоа треба да бидеш реален и нормален, ако ти каже тренерот дека син ти денеска не беше добар, ти кажеш не, најдобар беше, тука веќе крај. И за жал, најголеми противници на денешните дечиња кои што тренираат спорт и било дали фудбал, се нивните родители. Затоа што мислат дека они се најдобри, дека ќе ги продавале не знам каде, дека менеџерите ќе биле вакви такви, тоа е голема глупост. Единствена помош родителите, апел до нив јавен, да им помогнат
да им створат услови на тие дечи да тренираат. Дали тоа се копачки, дали тоа се патики за баскет, дали тоа е не знам што. Тоа купи ми го и трни се настрана. Има кој, значи има таму кој да ми кажува. Најголем, јас им се лутам и на сите овие тренери кои што држат школа, не им се лутам, разговараме со нив, сите ми се големи пријатели. Не можам да сватам дека мајки, татковци стоат доле на стазата на тартанот и гледаат тренизите на децата. И коментираат, дофрлаат. Мене тоа што гледам острано ме нервира. Значи, а не па да сум тренер. И секогаш викам што да им правиме. Нема што да им правите. Ајде надвор. Горе се знае кај е местото. Меѓутоа живееме во такви услови време на социјални мрежи, сите сме паметни, сите сме доктори, министри, сите се знаеме, антиваксери, ваксери, не знам што, сите сме најпаметни и така да, тоа е нормална работа. Спомна како дете дека и си учел и си лажел дома како дете? Не. Не? И дури не се сеќаваш татко ми секогаш при мајка ми, може сум ги излажал нешто, никогаш за големи работи никогаш не. Добар ученик? Да, никогаш не сум имал потреба да скирам ни оценка, ни па сум бегал од час. Единствено што имам избегано од час, тоа избегавме цел клас, кога Македонија ракоме жените играа со Данска и кога победивме првата победа на 97, мислам 96, не сум сигурен, кога Индира беше прсталец на светското. Цел клас избегавме, тоа ми е единствено што им избегано. Секогаш ако требаше да ме тренер ќе прашам, па за овој на вистината сите ме пуштаа професорите, знаеа дека тренирам фудбал, ако имам тренинг утакмици ме ослободуваа. И сум немал потреба да ги лажам за големи работи. Не знам, сега не ми текнува некоја поголема лага, може за да го скрием, брат ми сигурно нешто им излажено. Тоа е кога факт. спомна брат ти, ќе поздравам и брат ти. Како било кога не си бил спремен за некој час, па си лажал дека те боли стомакот? Да, има една анекдота добра. Таа да, гледаш ме подсети. Таа е добра. Бог да прости баба ми, она не разбудуваше на сабајле за да ме спреми за на школа. Јас бев тоаш пето или шесто или не. Имавме некој тест математика, и јас не спремен. Утакмици имав пред не знам, не фанав книга, што е нормално, тренинг. И сега за да не одам на школа, сабајлето станувам и викам на баба ме боли стомакот. Баба, леле, сине, лежи. Брат ми отиде, сам знае, ми ржи како ќе видиш ти јадам. Он оди на училиште. И доаѓа мајка ми од работа. Што зошто тогаш немаше мобилни да кажат дека не сум на училиште, не си доаѓа од работа, гледа дома сум. Зошто се доаѓа ме боли сто, ај ќе ме на лекар. Вика, не ми помина, не вика ќе одиме да видиме шерва. Одиме. Тука во уред првен. Докторка една вака ме нели она вика, дечко, знаеш што, ајде да отидеш во болница. Јагам што ќе. А уствари јас пред тоа како помал имав многу проблеми со стомакот. Значи стварно ќе ме боли, па не знам пиев некој лекарство. Не знаеш што ми. И мама вика, не ќе одиме во болница. Одиме во болница и таму доктор Вишинов, подоцна и денешен мој голем пријател, има напипува, вика, дечко, вика, ти кај тебе слепо од црево, готово за операција. Ја, камен! Викам, не ми е ништо, како ништо, докторот мора да се прираш. Ме легна, ме мавна маската, операција, ме пресекува и од тоа реков, лажење више не. Особено за болест, не. Меѓутоа и среќа што сум издржал, стварно е било, како се кога зрело слепото црево за операција, а па пред околу тоа време, ако ти си помал, не памтиш и екипа, имаше 2-3 деца кои што починаа од слепо црево. Баш во Велес имаше едно, не знам, таму Скопје, имаше баш она беше као, знаеш, актуелно. Тоаш медицината и денес не е истина, од изборам пред 30 години, значи. Не 30 години. И така, излажав, ме направи операција, меѓутоа оправдана операција, и од тој ден нема лажење више. Не отвикаш дека не гледаш, имам информација дека. Да, таа нема поврза воопшто, да. Ама благодарение на голманото фамилија Ќумбеви, да. Имам информација. Ќе плати казна за тоа. Пенали ќе плаќа. Добро. Помина категориите, стаса до првата екипа на Борец. Да, неполни мој 17 години, тренирав веќе со нив година 2 и на 17 години дебитирав. Официјално, пред тоа играв пријателски надпревари. Интересно, прв мој пријателски надпревар за Борец дебитирав во Ниш. Играв пријателско со Јастребац Ниш. Тоаш беа, мислам, второлигаши они во српската лига. Тоаш беше, како се вика, Србија, Црна Гора, не знам како беа, не е битно. Игравме со нив и прв надпревар, прво деби на рефлектори. Значи тоа сите ни рефлектори. И интересно дадов гол. Значи првиот надпревар, прво дадов е на контра, јас испанодом ни стави на празен гол, нема врска, дадов гол. А официјален надпревар прв со записник ми е на Чаир со Балкан. И тука има интересна работа, ќе кажеме, поминати се долги години. Обично порано одевме младинците и првата екипа заедно. Ние младинците игравме како предигра, значи пред надпревар пред првата екипа, па после тоа игра првата екипа. И тоа беше добро затоа што во тоа време и во такви услови
публиката која што доаѓа порано ги гледа младинците како играат и тоа е добро. Значи не знам зошто денеска тоа не е така, за жал. Меѓутоа тоаш ни игравме со мотив те гледаат и првата екипа, со нив патуваш со автобусот, нали се дружиш со моите идоли, не знам, Бог да опрости, Паунов, со Боров, со Костадиновски, со легенди, со Трифунов, со Гоце Марков. И гледаш легенди околу тебе, знаеш она ќе ти дофрлат нешто па тебе ти доаѓа добро, убаво. И со нив растевме, нас не беа идоли. И обично се собиравме сите од пред салата, одевме на мотел Лозар, тогаш са е Бела Вола. Они старите руча, ние ги чекавме, ни дава на сендвич за после направо. Ние први игравме, па сендвичот после, ама јас секогаш велам, значи тогаш такви биле управите, као ќе ручаат старите, децата вам гледаме како гледаат старите. За жал, тоаш така беше, сега тоа го нема. И Ковачев ми ти оди со првата екипа ручи. Ја одам сите, кај квиш, не знам ме викаат таму. Ти си платам, ги си ручам. Одам јас со нив, ручам и тргаме за Скопје и јас одам со младинци, Ковачев ми не вика ти денеска ќе играш за првата екипа. Ја, 17 години, како ти, добро, ме трена настрана, ми ќе играш денеска прва поста. И како десен бек дебитирав со број 3. И ме ставам, меѓутоа има интересна работа. Тоа беше борец некој 7-8 место, ова е предпоследно коло, така нешто. Предпоследно коло. Не беше познато пред. А на Балкан им требаат 3 вода за да остане во лигата. И сега они имале пријателски односи Балкан и борец. И влегува претседателот и таму дело доправа да вика дечки, вика полека денеска да им пуштиме на Балкан, нека тепаат пријатели се да останат во лигата и тоа што не е наместено утакмицата, меѓутоа пријателски 3 за 3, не знам како играле, не е небитно. Тоаш немаше ни клазници ништо во тоа време. И дебитирав на наместена. Меѓутоа, ме тргна Ковачев настрана и ми рече: "Мали игри си ти како што знаеш, не ги гледај другите." Бог да опрости Зоран Пунов, легенда наша и како човек и како фудбалер. Прави паради се фрла настрана Балкан, не може гол да даде. Кој забелја секој Не може публиката паѓа, она се смеат сите и на крај не знам како свирна судијата пенал, па така примивме гол, не може гол да даде. Најчесто такви, да. Кога не сака тоа и така, значи дебитирав официјално наместен надпревар. Колку време беше во борец пред да заминеш во победа? Како дојде до тоа? Во првата екипа играв цели 2 години како првотимец, а пред тоа тренирав нормално младеница. Од мој 17 до 19-20 години играв во првата екипа. И имаше еден надпревар во Прилеп. Игравме со победа, повреден беше Паунов. И Ковачев ме стави капитен на 18-19 години, бев капитен. И јас, знаеш, Прилеп е најфудбалски град во Македонија, тоа дефинитивно нема тука шо. За жал и они се во лоша состојба, ама мислам дека се надова па да се вратат. Се враќаат, да. И дали тука ме видоа као нешто. Заврши таа сезона и Баже Нацев, заеднички пријател и бивш фудбалер, тоа поранешно играше во победа. Ми звони ми те бара Манта Свијета. Манта спортски директор беше на победа. И одиме на Мотел Македонија тоаш. Мислам дека и сега се вика Мотел Македонија, да. И отидов, ме као малите пратиме, сакаме да дојдеш во победа. Јас тоаш имав стипендиски договор во борец. Меѓутоа ми завршуваше и ко за волја на вистината борец тоаш почна да крахира полека. Таа година беше последна, па се откажа Топилница и после година дена уште една играше борец прва лига, па испана во втора и понатаму пропаѓаше. И јас отидов во Прилеп на тренинг, одам 30 играчи. Репрезентативци, странци, црнци, викам, кај дојдов ја тука, шо ќе брам ја тука, знаеш, она. И нов тренер, Никола Илиевски Джиджи. Он тренер и води тренингот првиот. Играме на 2 гола на подели. Играм добро, ја на топка фаќам 30 метра, од 30 метра гол дај. И ништо, заврши тренингот и Ацули мика Бог да опрости, сега почина голем човек, легенда Прилепска. Мика, мали, ај врати се уште оваа сезона во борец, ќе те пратиме, многу играчи има, а на стоперската позиција сега да кажам, Игор Николаевски репрезентативец, Васко Стефанов репрезентативец, имаше Митич дојде од не знам каде, Димитриевич од Звезда. Уште ја 6-7 Баже Нацев, значи ја 7-8 штопер. Вика врати се, вика во борец, ќе те пратиме, ја торбичето на железничка за Велес. И вечерта тука чаршија шетаме. Илчо Боров, нашиот заеднички пријател легенда, ме бара по цела тоа што немав мобилен јас, значи тоа дека во 2000 година. И ми кај си видите бараат на мобилен, Ацули те бара. Кај ми шо е работа, ми го дава. Ми кај си имали ти? Зошто те нема? А ми кажам, ти ми рече да си одам, што да ме нема. Брзо враќај се назад на Прилепски. Враќај се назад од Ивој Лавиов че си оди. Кој било? Вика Джиджи му рекол, кај е тоа на вториот тренинг? Кај е тоа малото дечко високо од Велес? А го вратив. Одма да вратиш назад, тој ќе биде репрезентативец. Вишу и гледаш, вика 0 за него што перите. Утрената, ај сутревицата. Па назад. И така атерна Джиджи
Тоаш, значи, него сум многу благодарен исто за мене, во кариерата сум имал многу тренери, меѓутоа мислам дека број еден по фудбалско знаење Никола Илиевски Джичи. За мене. Ако не се лажам и во репрезентација последи беше? И да, и во младинска и во А селекција, меѓутоа Ќе дојдеме до тоа. да, и така мојот пат проложи во Добро, која беше тогашната разлика помеѓу тоа што ти се случуваше во Борец и сега одиш во друга средина, викаш дека малце се левела билева. Победа тогаш беше голем тим. Мислам, Победа и сега како тим е голем, меѓутоа работите таму не се како што треба. Победа се години играше Европа. И на Прилепчани им требаше трофеј, значи они немаа трофеј, а секогаш беа втори, тука трети, куп финале отпадна, изгубија, не знам, не е битно. Тој изворот идот не може да се напијат. Да. А јас одам таму, екипа страшна, значи ќе морам да ја кажам, од Завиша Пејич беше гуман, значи легенда на раднички ниши, Стивец на Југославија. Раде Канафиловски, ти кажам рептици, Сашо Крстев, после Джокич, Маријани Баженацеви, Баче Георгиевски си дојде од Звезда, се врати во Победа. Никол Чездравевски капитенот, фантастичен играч. Значи страшна екипа, значи ако и мериме вака по поединци, денес кога ги состоиш од цела лига нема таква екипа да направиш во првата македонска лига. И беа болни за трофи. И првата година со Джиджи игравме Европа. И тоа е интересно исто. Играме Европа, ја прв пат од Борец, одам тука 2000 публика. Првото дерби го играме со Пелистер дома. 15.000 публика. Ако испанав, нозите ми се фати. Викам, кај доов ја тука, шо е ова? Доен од Битола 2000 публика. Значи тоа дерби, ти кажам, 2000 година тоаш живеело луѓето со фудбалца и се преметен. Интересно е што со Победа дебитирам со Борец пријателски играв, со Борец пријателски. Падав гол тука во Велес. Пријателската. Првото коло бев резерва со Сого, влегов гол дав. Само што влегов. Трето коло со Шкенди играме 2 гола дав. Ја штопер, ме разбираш. Играме Европа со тие крајова, универзитет крајова. Ме пушти на двете по 15 минути одиграв. Европски такмици прв пат во животот поминавме и доаѓа Парма. Тоа баш сакав да те прашам кога ти кажа за Парма дека ќе бидеш. Доаѓа Парма со Консеисао, со Канаваро, не знаат, да, Канаваро, Турам, Буфон. Ако ти кажа дека треба да го чуваш, не чекай. Тоа ме интересира. И се зреб каде ништо, ја не све со кого ќе играме. Првиот надпревар тука во Скопје игравме, одам во карантин и ми вика Джиджи во Соб, кане во Соб одам. А таа година европска мислам беше Саво Милошевиќ прв стрелец на европското. Или мислам дека беше европска, 2000 година. Мика, мали ти играш фластер на Милошевиќ, на Саво. Кај ти играм до вчера, играв бам, кај фластер. Излегуваме стадион. Саво Милошевиќ на глава поголем од мене. Ле, викам. Ми вика, само тепај го и не лаш гали. Ја тепај, не можеш. Ја мам ја паѓам. Карпа. Јак, звер. Ама интересно е, условно го тепам цело утакмица. После утакмица дојм рече мали свакати час. Значи интересно, оноа те гледа, се трудиш, се бориш, околу него цело време. И така да тоа ми е огнено крштевање во Европа и стварно за цел живот. Мислам дека појак тим не дошол на градски од тој состав на Парма. Ти кажам Буфон, Канаваро, Турам, Консеисао, Аморузо, Дивајо, Бонацоли, Роберто Баджо. Страшна екипа, страшна. После тоа искуство? Сикаш кај сум јас, зошто? После добиваш самодоверба, Тоа дали ти направи тоа подобар играч, сигурно. Во секој случај. После и тука самата лига ми беше и полесна, не полесна, него самодоверба имаш. Значи доаѓаш, Джиджи ми даде шанса, искористив, играв цело време и така да. Колку се задржа во Победа? 4 години. 4 години кога сме кај Победа. Мора да го покажеме дресот на Панче од Победа. На наше големо задоволство ни го донесе овој дрес. Тој е дрес со голема историја. Тука го спакуваме дресот. Продолжуваме понатаму. Голема историја, со тој дрес се освен првиот трофеј во Прилеп. Тоа од финалето на купот 2002 година со Цементарница. И тој првиот трофеј што е донесен во Прилеп, фудбалски Прилеп. Зборам за Македонија. Игравме во Струмица финале со Цементарница и постигнав и гол и тоаш финалето. И ми е многу драг и како дрес и како клуб, јас денеска кажувам секогаш да го победам и во срцето и така ќе биде.
Значи ова е Нормално, дресот, после ова е борец. дресот кога го постигна голото финале. Точно тој дрес и вој дрес среќа што татко ми го зачува. Ми беше кај него. И случајно во една прилика вика ја ти го чувам дресот, јас не знаев и си го земав, сега дома ми стои и ќе стои сега планирам да направам, имам голема колекција на дресови и мои што сум менувал. Сакам да направам Во рамки? Да, на рамки имам викендица на таму и сакам да си направам ко спорт барче, ко спорт клуб нешто и ќе стоат тие дресови таму сите затоа што стварно дека тој е дрес со голема историја и мене многу ми значи. Апсолутно. Да, и прв мој трофеј, прв мој медал, да. Како дојде до тоа? Првен сигурно кажа за најавачите на победа. Како дојде трофеот дојде, какви беа реакциите? Ако ти кажам дека дојдов во Струмица, да не претено 5-6 прилепчени, нема да ми веруваш. Значи тоа е 2002 година. И каснеше, конвојот каснеше малце, они флегува кога давав мене првиот гол. Така нешто беше. Како флегува, тоа хаос настана на стадионот во Струмица. Цементарница низрамни, голот преку 30 метра го даje, мислам, Александар Толески. И јас 86-та Тони Мицевски центаршут, јас прв гол со лева, може и медисте ми со лева. Не имам уште две. Со лева ја поклопив само, Кметовски бранеш 2-1 и после тоа 90-та пенал сфинала 3-1 за нас. А кога завршенот преврат, таква еуфорија, не само тоа, значи од тука со автобусот до Прилеп, цел Прилеп беше излезен на улица. Такво нешто јас сум играл секаде, такво нешто нема видено. Старо, а рачунете тоа више Прилеп стасав мене некаде ки 11 часот 12, значи ноќ. Покасно, да. Цел град на улица, коли, автобуси, знамиња, во сите кафичи бесплатно пиење беше за сите се. Значи таква еуфорија не се памти. Затоа велам дека Прилеп е најфудбалски град во Македонија и тоа стоам за тоа. Таква еуфорија, да ти кажам право дека не носе на раци ни цел Прилеп. Сите накачи на раци, не носе навијачи. Такво нешто не се памти. Жедни за успех, жедни за трофеи. Да. Како дојде до тоа да добиеш повик за Полска? Имав јас многу, може би некои работи не ги знае јавноста и ти може не ги имав многу пред тоа и други некои пропаднати трансфери, да кажам. Добро, понуди. За оној што ми е најкриво е Хајдук Сплит. Значи имав баш финалето огледаван и тогаш со победа и беше договорено се, меѓутоа тогашниот мој газда Ацоли, пак ќе го споменеме, ако не ме пуштил, јас сепак го ценам многу затоа што ми дал, ајде да кажам, рака и ме земал во победа. Беше договорено се да одам таму 2002 година, меѓутоа не ме пушти Ацоли, бареше голема оштета. Од Хајдук му велеа да му дадат нешто помалку, последниот трансфер да му се меѓутоа тоаш Ацоли беше многу јаки финансиски, клубот беше многу не зависеа од средства. Ако беше малце година две покасно, може тој трансфер ќе се реализираш. Исто требаше да одам во Мидланд. Следната година игравме со Мидланд Куп УЕФА. Уствари таа година кога освоивме куп, после тоа игравме со Мидланд Куп УЕФА. И јас и Бачи Георгиевски веќе договорено. Јас не знаев до душа, мене Бачи ми кажа после дека сме требале да останеме двајцата во Данска, меѓутоа исто па со обештетувањето нешто Ацоли многу пари барал. Имав некои понуди од Грција, од Украина имав една понуда. Меѓутоа не било пишан, едноставно и така. И пишано ти било Полска. Ацоли си ги цени играчите, тогаш беше дека јаки финансиски и не одеа по секоја цена. Во меѓувреме играв за млада репстација, играв добро, со Джиджи стана селектор после тоа. И потоа влегов во селекција. Во селекција за моја жал, а меѓутоа за радост на навијачите Македонија имаше на таа позиција ставано страшни ми. Да. Почнам од Гигец Николовски, од Ставревски, од Митко Стојковски, Митревски, Васовски, Седловски, Новевски, значи да. Страшна. И сега за жал кубуриме на тоа место. Сега средината ни е многу јака, тогаш не беше средината. Тогаш имавме штопери стварно врв. Европски врв. И иако сум бил многу пати на клупа, имам само 10 настапа за репстација официјални. А сум бил по едно 50 на пати сигурно на клупа. Не се брои кој настап затоа што не си влегол да играш. Меѓутоа не жалам затоа што знам дека играле луѓе кои што се подобри во моментот, да, така да треба да бидеш реален некогаш. И тоа е тоа. И во 2004 исто е тоа интересно, го освоивме првиот шампионски прстен, ај кажам, титула во Прилеп. 2004 го освоивме, станавме шампиони. И дојде понуда од Гроцлин, по полскиот Гроклин, ние го викаме сите Гроцлин дискоболија. Бев таму на преговори. Еднаш отидов, се вратив, втор пат бев и така останав таму, иако ми заврши договорот со Победа зема солидно обештетување и не бев лут и денеска сум лут за тоа, затоа што стварно заслужи како клуб 4 години бев таму, ме промовира како играч и не сум лут за тоа никогаш, иако немаа право да земат пари, меѓутоа
Мене беше седно сакав само дома, веќе бев 24 години, иако тоа фудбалска зрелост веќе после 25. Веќе надвор толку е. Така да отидов во Гроцлин. За моја среќа, првиот тренинг одам таму, јас англиски, никој не знае англиски. Викам, кај дојдов, јас се враќам. Ти мислиш дека полскиот език е лесен, меѓутоа не, они жшкаат, чшкаат нешто, не можеш, на прва не можеш да ги фанеш. И првиот тренинг завршува, јас земам телефонот, викам на менаџерот, ја ќе се враќам тука, не. Чекај ми ка поле. Која иде пост тренинг, ме прегрнува на хрватски ми вика, јас сум Ивица Крижанац, капитен сум тука, не се сеќавам што треба, тука сум и тука знаеш. Добре. Добре, има човек, знаеш, многу подруге. Да, и од тој момент до ден денеска тој човек ми е брат и кум, и сме многу блиски и ми е фамилија. За среќа се нашол таму. Кога стаса таму, имаше, нели, првен има разлика од Борец до Победа? Сега од Победа до Гроцлин? Преска да гледаш ме подценете одговоривте, голема разлика, нешто кога отидов во Победа од Борец, сада не сакам никога да навредам, меѓутоа Борец функционира факт. Иако имаше финансиски услови Борец, меѓутоа немаше други услови, значи не. Постепено расте клубовите, Борец беше во некоја фаза на создавање и стварно беше добро финансиски, да не зборам, значи од Борец не ми се должи ни денар мене. Сето што сум бил договорен се ми било исплатено и како 17 годишен земав стипендија во тоа време, сега ќе кажам 50 марки, а моите не земаат туку плата двајцата заедно. 50 марки тоа време беше. Тоа уствари те лажам 100 марки. 3 денара, 100 марки беа тоа. После ми качи на 300 марки, 9000 денара, 9000 денара, тоа време земаа шефовите во фабрика, ја бев 18 години дете. Значи сакам да кажам од таа страна, меѓутоа условите фудбалски, кажам интересна работа, одиме кога почнеме веќе Победа и тренираме таму втор, трет тренинг, летно време топло, Джиджи свири, вика ај напите се вода. И са сите пијат вода, ја не пијам вода. Вика, идам, ти зошто не пиеш? А викам, нели не смееме? А кој ти рече, вика, ние тука не учија, нема да сте пиеле вода, ќе умрете, срцето ќе ве мамне, ќе. Вика, не секоја пауза вода колку може толку повеќе пи. Сега кажам дека некои работи што сега ни се смешни, тоаш беа, но не смеш да пиеш вода по ладно, по топло, па ќе удри срцето, па ќе паднеш од несвест, не знам. А уствари баш обратно, треба да пиеш вода за ти дехидрираш цело време, мора да внесеш течности. Кога отидов во Гроцлин, првиот тренинг, доаѓаат 3 автобуса, се отвараат автобуси, ги разлобуваат, кога ние трансформерси, знаеш. Испаѓаат кога са оваа интересно скафандериве корона, такви 10 души однатре, ни ставаат на сите боци, не знам, инекции, ни пуштаат, трче круг, пати на секој круг ти вади крв. Тоа трае цел ден. Ја ги прашувам, што вика тестови, какви тестови? Вика тестови за да знаеме колку треба трча од утре натаму. Шпанско село за мене. Ова е 2004 да кажам. Не, ако тука сите еви програма трчите. Утредента ни стасуваат резултатите. Жарко со тоа и тоа темпо толку и толку. Панче со тоа и тоа темпо толку и толку. Имаше ситуација кога што јас трчам, го притицувам некој, притицувам велешки, го претекнувам некој од постари играчи, он трча, ја викам, чекај, отија волку. Кога гледам мене некој ме пришишува, што е работа, викам, чекај. Според темпото, значи зависи од организмот, покрупните играчи имаат многу брзо им се загреа организмот и нели се тие помалите мора повише трчаат и тоа го сфатив дури на 24 години дека така функционираат работите. Никогаш не е доста. А пак отидов во Легија, па тоа е како секој степен да, погори. Ти беше потребно повеќе време за да се адаптираш, еве ги гледам и денешниве викаме за некои играчи менува средина, му треба време за адаптација, не се снаоѓа. Искрено да видам, ми беше многу тешко првиот месец. Отидоваш со сегашната моја сопруга, дечко и девојка, знаеш, ја гледаш девојката месец дена, па тоа, нели, тоаш немаше ни скајпови, ни вибери, ништо. Беше само телефон, 1000 евра, 1500 плаќав телефон секој месец. Отида скапичко. Да, скапичко. И ми беше тешко, меѓутоа благодарение на кумот ми Ивица Кришанац, тоа ми беше се полесно, знаеш како имаш некој стои тука за тебе, онек беше капитен, главен играч во клубот. И многу е битно што почнав да играм он. Значи прво коло не затоа што нешто документите дава, знаеш, исписници, брисовници, немам поима. Второ, бев резерва влегов и од тоа више тренерот не ми извади. Тренер беше Душан Радолски, прекрасна личност, но почетокот беше скептик малце, знаеш. После кога седнавме на маса ми ги кажа кои се причини, да ги кажам подоцна. И како ме ста јас и Ивица Крижанац, штопери, а десно играше Радек Минар, мој голем пријател чех, значи ден денес како брат ми е, и лево играше Мичо Врајан, исто мој голем пријател, денес сме србин од Србија. Бевме најдобрата одбрана, 10 кола, имавме од 9 кола имавме 9 победи. Најмалку примени голови. Бев прогласени за во тимот на сезоната бевме цела одбрана наша ставена, значи за цела полска лига.
Значи вашата тактика била дај Боже гол да даеме, оти нема да примиме. Не, да, и стварно значи бевме она, ја Крижанец после тоа отиде во Зенит, значи направи кариера, освои куп УЕФА со Зенит, значи капитен на Зенит, страшна кариера. Сега кажам, значи бевме она топ одбрана се погодив, имаше за нас надписи, ја ги чувам дома весниците на сите ни извадени како прекари. Као за мене беше као ратникот, као војникот, оној ратникот, као многу сум тепал сум. Крижанец беше као чита и бековите, не знам таму некој име имаше, да сите, значи стварно бевме она топ. И таа во тоа време Висла Краков беше неприкосновена. Висла Краков беше светска екипа, ја победи Барса дома. Во Лига на шампиони ја победи Барса дома. Барса од времето на Ривалдото изборуваме, значи страшна. Они само беа пред нас, они беа шампиони, ние бевме втори и таа година го освоивме купот. Прв исто трофи во Гроцлин, купот, во полуфиналето дав последниот гол од пенал. Значи се плезира финал и победивме со Заглебе Лубин и тоа исто прв трофи во интересно и тоа. У првата сезона веднаш трофи. Да, во првата сезона трофи и во таа сезона освоивме 4-5 купови, нешто таму некои полски, не знам, али во најбитните е купот на Полска. Колку се задржа во Гроцлин? Во Гроцлин бев 4 години. И најшто за мене интересно, значи како си одев од клубовите се растура. Чудна работа. Значи си одам од борец почна да пропаѓа. Се отидов победа. Само што да победа во Гроцлин, таа афера испадна со намештајка до победа со Пјуник, вамо победа се распадна. Отидов во Гроцлин, 4 години топ. Газдава нешто финансиски. Не, викна него сакаше се повлече, меѓу најбогатите луѓе во Полска, еден денеска Збигнев Џемала и мој добар личен пријател. Имаше некоја за автоседишта правеше за Мицибуши, за Мерцедес, не знам. И тогаш имаше некоја светска криза, не знам, не памтиш тоа беше, не знам. Со доларот некој проблем имаше. Не се сеќавам добро, тие работи тогаш не ги пратев, само фудбал интересираше. И сакаше се повлече од клубот. Јас само што си отидов од Гроцлин, се фузираше со Полонија Варшава. Значи јас одам во Легија, а мои другари сите одат во Полонија Варшава. Значи одма од најголеми другари, непријатели, тоа ти е дерби код Звезда Партизан, тоа е страшно нешто. И среќа можеш од ми дојдоа таму, па имав, значи се дружев. И Гроцлин се распадна, са Гроцлин игра некоја, се вика дискобол, игра некоја трета, четврта лига таму во Полска. И така да мојата така како одев, клубовите. Кај одиш паѓаат. Значи ја помас. Уствари требало да кажеш, не ме пуштите, ти ги праѓате. И интересно се отидов од Гроцлин, да ти кажам. Имав таму првите 2 години беа фантастични. Трета година кога започна таа криза, се фанавме со газдата малце на инат. Некои таму не се огласување, сакаше ми намали договорот, јас не се сложив, што е нормално, и ме isfрлија во втората екипа, тренирав година дена со втората екипа. Тоа знаат да го прават тие европски тимови, на Пандев му се случи истото со Лацио, ако се сеќаваш. Да. Мобо го реши и он. Да, и јас си седев тука, си чмаев, си тренирав, си платата мора да ти ја дам, и тоа не те се исто да бидеш во втората екипа, тренираш со дечиња од 18 година. Да, година дена. Дома нервозен, па тоа ши ќерка мала бебе, значи знаеш како не е се исто. Меѓутоа кој што е Господ, јас викам никој, не дојде нов тренер, се сменија тие тренерите што му се лижија на газда, јас секој ден денеска ги вреќам јавно, и полските новини ги правам сармот. Не беа луѓе, ми зборува едно во лице, оди ги газда друго, да. Ја такви луѓе не сакам, и ден денеска такви луѓе не обожавам. И дојде нов тренер, прво што прашал кај Ќумбев. И ама знаеш он не вратете го него, сака да носат не врати го тимот, не ми носи ноштопер и така ме врати он цела година во тимот на сезоната. Повторно Полска најдобар странец прогласен. И одма дојде газда да продолжиме договорот. Јас се сикам, чеки сикам до пред. Ме зафркаваше до некде. Добре, ќе го продолжим услови дупли, ги прифати. Викам, а што ќе биде? Вика, друго, викам, сад друго ќе ставиме, викам 300.000 евра обештетување. Кој ќе плати да сум слободен? Може. Па потпишавме договор. Јас одам на одмор во Хрватска, ки кумов, ки братов. Ми звони телефон полски, али ја мислев новинари, тој звонат ностоп, значи не. Вика овде Мариуш Пекарски, менаџер, сакаш да играш во Легија. Викам, кој не сака да игра во Легија, значи тоа е, како да кажем, Легија е ко Звезда во Југославија, ко Динамо, Хајдук, значи тоа е кој што е Манчестер, Ливерпул во Англија. Викам, кој не сака да игра, значи. Вика, бе, знаеш, сакаме да дојдеш, јас работам со нив, викам, ја потпишав пред да идам на одмор, договор нов со нив. Не можам да дам. Ваки вака, се знаеме вика да не се сакаш, сакам. Ми го праќа договорот на факс. Ја барам факс низ цел омиш од тоа факсовите више почна да умираат. Ми го прати факсов, гледам договоров, не ми се верува, дупло тоа што го имам таму. Викам, чеки жена со жена, она трудна за малио, за второ дете. Она вика, вадање лагане, не знам, гледаш, читаш, ја читам, ти читам, што ќе правиме, не знам.
И па ми звони, вика саѓа да се директор на Легија. И ми звони директорот. Јас сум тој ја го знам, мислам, нели. Вика сам, викам, не можам да имам нов договор. Ти сакаш и не сакам, добро. Они им звонат на Гростин и вика дайте ни сметката, треба некои пари за остана да ви даеме за некои играчи таму бивши, ви дава 300 евра на обштетување Панче Ѓумбов, автоматски играч на Легија. Тоа беше 3 дена таму в полска штампа, хаос, ми звонат новинари, во мика не креве на никого. Никој не го исклучи телефонот. И одам во Полска. И кога забеја припремите на Легија во Гростин, имаше ново в тренинг центар. Одам таму газдата ја. Вика, зашто ако направи? Вика, ме ништо не направи. Воа ти е казна за тоа што ми правеше пред 2 години. На крај крајше 300.000 зема. Вика, да, ама јас сакав ти си лидер, капитен. Не, викам. Тоа што ми правеше мене година дена, тоа има некоја више сила и до денеска сме во добри односи, меѓутоа он свати дека грешката си свати, меѓутоа крај кај му реков сакам Легија, сепак така да, тоа е тоа. Додам напред. Да. Таму имаше разлика веќе кога стаса. Имаше голема разлика и таму се големи игри. Значи искрено ти кажам, таму се големи игри, во големи клубови има големи игри. Она што гледате на телевизија, тоа е само завршно. Големи игри, таму има менаџери мора да игра, вој тренерот мора да игра, тој тоа е страшна работа, меѓутоа Легија е голем клуб, така ми е мило што сум играл таму и успомен за цел живот. Имаше како, не знам, менаџери плаќаат за да му игра играчот? Мислам да тоа е слушнато. Обично, вака се, значи таму ми се деси некоја несреќа самиот стар тренерот што беше на Легија, Јан Урбан. Едно ѓуброт човек, значи јавно кажам, тоа немам. Он сакаше да ми донесе мене во Легија. И по негова препорака јас дојдов, меѓутоа кога се правеше трансферот, он беше со Полска на беше тоа 2008 европско или светско, не знам, како помошник на Лео Бенхакер му беше. А пред тоа, тој Лео Бенхакер, селекторот Холандија, не знам, знаеш, бараше да извадам полско државјанство да играм за репрезентација. Он викам, јас не можам имам настапи за репрезентација. Значи имав понуда да играм за полска репрезентација. Тоа многу луѓе не го знаат, меѓутоа тогаш и сега, ако имаш настапи за една држава, немаш настапи за друга. И дури се распрашуваше, ми звонеше да викам, не можам човек, значи тоа е тоа, значи крај. И тој Јан Урбан бараше ме да таму, меѓутоа он кога се правеше трансферот не бил. Тука и не фанал од колачот. Од колачот не фанал, јас кога дојдов, првиот тренинг е ти трансфер без мене правиш, ќе видиш ти ми се зафркава као нешто. Покос. На минутажа. Играм добро, давам гол најдобар следната на клуб. Па ќе се пори, ја па ќе играм, па нема, тоа е потоп. Тоа е потоп. Едноставно вршеше мобик, меѓутоа играв. Ако ми правиш тоа, па играв. Доста утакмици одиграв. И што ми е најмило кога си одиш кога го збрка последната уtakmiца, мене ме стави во екипа, не сум меѓу 18, останувам во Варшава, а играм во Битом, таму тоа ти е од Варшава едно 5-6 сата со вози. Полска е многу голема, огромна. И ми звони се тренирам со младинците, ми звони директорот вика брзо, вика пак си одиш за Битом, вика едни од играчите некоја болест, температура, ќе бидеш во екипа, мора нема добро, ја од тука. Професионално. Возот 5 сата. Стал сум пред хотелот. Он тренер ме чека. Стаса ли стас? Да, викам, јас стас. Века на трибина ќе биеш, па ми вика. Да. Добро, трибина снег еден ладно минус 20. Изземнав за моја среќа, меѓутоа за несреќа на Легија изгубивме 1-0. В автобусот седим, јако забеја седнав. Јас секогаш позади седев, меѓутоа тоа што ти дојдов последен, седнав зад него, одма зад него. И му звони телефонот. Газата Валтер се викаше, му звони и станува као дечки, мене ме смени, од денеска не сум тренер. И тргнува се поздрави сите. И како дека викам, мрш да ете гледам ѓубре со овие збори. И вака ме гледа, бегам, викам, проложи таму, со мене се поздрави, проложи. И тоа ми екипше, отидов да видам како го брка. Да, барем да присуствуваш на тоа. Не се уби, веројатно меѓутоа ги кажам онака да. Добро се чисто случи играчите да ги знаат дека да. Плюс дека се има фудбал. Секој ќе се среќа со такви работи. Добро отиде у Полска, со многу луѓе што се настрани им праќаат ајвар, јуфки, ти праќаат. Не, единствено што носе фото тука одев беше бело сирење, наши они таму имаат сирење, тоа бело, меѓутоа не е солено, они тоа кај нив ко моцарелата. Имаат благо бело сирење. Кај нас тоа е како викаме ние на блага хопла. Кај нас го нема тоа. За палачинки они правеа со такво бело сирење. Единствено што носев беше бело сирење, многу сум ми рекли на сирење и на кашкавали. И носевме смоки за деца, ги немаше ни витаминка смоките. И кафе си носевме наше. Таму кафе имаат, меѓутоа они се еспресо машини. Имаше и за варење наше, ама не е тоа. Тоа носев друго има таму, значи имаше се. Полска е држава, сега да кажам. Полска е
Полска е границата измеѓу истокот и западот. Во Полска се случуваат сите бизнеси што одат за Русија И ваму и таму. контра, да. И сега моментално Варшава, јас бевме после 9 години бев прв пат со фамилијата. Няма позна Варшава, значи ја таму живеев 3 години, няма познав, тоа е страшно нешто. Се гради, се работи, се прави. Страшно. Од дете на борец во Легија. Какво е тоа чувство, еве? Си доаѓаш, нели, доаѓаш на одмор, те гледале пред 10 години, например, пред 5 години те гледаат како панче, не знам, комшијата, панче, соседот, Јас, нели? са види, ке звучи може малце као клише, ама јас стварно не за мене тие што биле мои луѓе ден денес, ја со истите луѓе што сум бил од пионери, дури денеска ми се други, ти ги знаеш лично, значи ти ми се истите други, денеска што илаш со мене, ти ми се од пионери, од времето на Лазар Ѓуринов, ти ми се другите мене. И јас мислам дека си се променил ти на некој начин, меѓутоа мислам дека тие ми се луѓето околу мене може би гледале, некој промени, меѓутоа би било добро нив да се прашаат да кажат. Јас мислам дека сум истиот, дури се трудев некогаш да бидам поскромен, да не речат гледај сега во игри полски или не знам каде, па изигравам мангуп, ама тоа ќе го има секаде, поготово во Велес, во нашата средина, Да, мислам дека, но ја ќе ти кажам искрено, јас сум почесен граѓанин на Гроциск, место дека што живеев, во Прилеп сега да отидам. Ќе ме пречекаат ко крал, тоа сум сигурен, знам кога беше пиво фестот, одам, жена ми вика со те више у Прилеп не одам. Но тоа сликање, автограми, значи сега бевме у Варшава со фамилија, керка ми вика тато ти си туку селебрити, знаеш, она тинеџерка са тие изрази ги автограми потпишувам, се слика, не. Во Велес си се осеќам најнормално, значи најприродно, не. Дома си. Дома сум и ние те гледам дома сум си, се трудам така да биде, значи. А тоа дека си се променил во некои позитивни работи, нели ние сме сведоци на твои хуманитарни активности, значи поздрав за тоа, значи секоја чест. Мислам не мора да го споменам тоа, нема да те терам да зборуваш за тоа, ти најчесто нели луѓето што го прават тоа па и не сакаат многу да зборуваат. Ќе бидам само краток. Јас сум дете на стечајци. Знам како е да имаш, знам како да немаш. И мислам дека тој што има треба да помага оноку што може и мисли. Јас се трудам со мојата фамилија, со мојата сопруга. Не е тоа, што кажа, не сакам не зборам, и тоа се трудиме колку можеме да помогнеме. Да, ма е за поздрав и е вредно да се спомне, затоа сакав само да го спомнам. Како е да се фамилиарен човек, како е и пред да бидеш нормално? Од Велес во Прилеп, па од Прилеп во Полска, па од едно место во друго, па пак назад. Како е, дали е тоа напорно, дали е, значи одиш во нови средини, не знаеш што те очекува? Знаеш, тоа ме научи да бидам самостален од мал. Јас од мој 17 години сум одел по припреми со борец, значи 10 дена не си дома. Јас сега гледам, ќе видам некој 27 години, па мајка му пегла кошулата за да испадне или не знам, тато 10 дена раззачарши. Значи има такви случаи и тогаш имало и сега има. Јас од мои 17 години си самостален. Ја не сум дозволил никогаш во животот кога треба да одам некаде на пат или да ми спрема мене торбица мајка ми или жена. Тоа такво нешто не постои. Мои пријатели са, има да не спомнам, одиме на такмици играме фудбал. Што вика жена ми спремаш торбица, како беше ти, како може да ти стаи нешто внатре, ти не знаеш што треба да се стаиш. Сега кажам примери, и тоа ме научи самостален да бидам од све 17 години и кога тој во Прилеп више бев спремен на тоа, ми беше оно топ. Значи не ти знаеш, не ти е се исто. Не ти е се исто. Дома ќе ти спегла, ќе ти спрема, ќе ти таму оди сам. Полежано, особено после и со деца и со... После и во Полска више се научив и да готвам, да пуштам машина, да пуштам промоствукалка, значи тие работи. Накаде ќе те научи се. Нормално. Добро, од Варшава, значи кога имам да те потсетам на една ситуација, требало да се селиш во Македонија. А си бил во Америка. Не, на турнеја во Чикаго бев. Да. Два пати бевме, еднаш бев со Гроцен, еднаш со Легија. И кои те селеше? Другари, пријатели? Не знам кај машта. Знам кај машта. Ме селеа другарите. Ама ти си бил во Америка, они те чекале. Вака беше. И те чекале пристојно како што си им кажал. Така, така тоа не беше селењето, тоа беше пред селењето, пред таа година. Требаше некои ствари да се донесат за дома. И плюс ја отидов во Америка, Чикаго, и кога влегов во тоа Дизни продавницата, купив за керка ми за синов 2 торбици колку маса, не ги собираш у авионот. Платив, не знам го дам за авион, само донесе. И работата беше они да дојдат 3-4 дена пред јас идам од Америка, да седат кај мене во станот и заедно надоле со колата моја, да донесат колата, јас тогаш имав службена кола од Легија, и мојата кола автомобил да го донесат горе и заедно да се товарим, од стварно многу ствари имав. Значи како одиш, мора човек ти дресови на војна тој дај, значи знаеш она. И јас им го полнам фрижидерот и местам се и мостив пари. Значи за 3 дена ме почекаат, јас доаѓам од Америка.
И живее во една насела, тогаш беше најубава, вршено го сме Марина Макотов се вика, таму затворено со чувари, со натре имаш се. Маркети, амбуланти, се што и треба натре се имаш. Немаш толку град во град, нема потреба да излегуваш. Комплексно. И затоа го земав тој стан таму за да може керкави деца, кога јас кој во карантин или не знам, 2-3 дена ме нема, она да има тука се. И тоа е многу битно во такви гради. Вршава е 2-3 милиона град, значи тоа е огромно нешто. Ако испанеш во град, тука се веќе во проблеми, што е нормално. Сепак се работи за земја од источниот блок, нели? Останати си тие некои како викаат врвци од минатото. И првиот ден тоаш Skype имаше, јас звонам како сте. Супер, игра баш финале Бајер Минхен со Интер. Тоа ќе дое 2009 ли? Кога беше? 2009. Така нешто, да. 9. Играа 2010, не е битно, 2009. Играа финале Бајер Интер. И во таму хотелот ја најавам за прв пат во животот навијам против Бајер. Не сум навијач на Бајер и на Реал Мадрид, меѓутоа прв пат во животот најавам за Горан Пандев, наш играч, и што е нормално, че пријател мој ден денешен голем златно момче, значи нормално најаваш. Јас сум македонско знаме, играваме сите неутрални играчи на лиги, јас и најавам за Интер. И им звонам после такмица, ги нема. Утредната им звонам, па ги нема, другари. Шо е работа? Викам, вие некоја белја, ма и ми кажав, имате се тука, не излегувате во град, ако влизате во град и направите белја. Звонам, ги нема. Третиот ден им звонам, седнати на тросеот вака и гледаат на тоа Skype, така натажени. Шо направивте? Бевме у град. Не реко да не излегувате. Добри шо? Бевме у 2-3 кафича, се пишевме на твоје име. Доказ дека бил многу познат Ќумбев. Они само софри правеле, пиеле виски, миски, воа. Тој некој сони бил црногорец, тој им избил за платњава. Добро, не ќе плати Ќумбев. Јас се враќам, отидов таму по тоа. Кафици да платив секаде и у колата влегуваме за Македонија и како ги карам ги воспитувам шо пред. Добро, не требаше, вака требаше, така да и ќутат, после 50 км. Лера, си помиравме многу убаво. Си помиравте, ме пишавте секаде, што си помирав дувче? Нема доказ. Интересно, тоа барем биле имале прилика да видат дека си познат. Значи на панче сметка. Добро, нема проблем. Има знаеш како таму Варшава тоа специфично, значи таму Легија стварно ти кажам како Звезда или не знам како Партизан, Хајдук, Динамо. Значи јас на ручек со фамилијата на Мира Невев. Мајка ми доаѓаше, ги чуваше деца, баба ќе дое некојаш и една ситуација има со мајка ми, ручеме вака во трговски ресторан и папараци сликаат цело време таму. Таму немаш мира. И сам мене ја тогаш не пиев воопшто, ми пиво ми се припи, само се напием пиво. Ја порачувам пиво, ки мајка ми го ставам и ја тука се сокчи, знаеш ке сам од кај. И мајка ми шо вие сликаат, викам чекај полек. И дојдат до нас сликаат, кој шо, знаеш. Мајка ми беле там викам, ости тој ми работа нив. Насмеи се мафни. Тоа се платени, тоа е. Од таму до колата не те пуштат сликаат, само гледаат нешто да направиш кикс, ме разбираш, што тоа се платени. Жолта штампа. Дали беше брат ти отиеш од селе? Капитен. Така, да. Ми има кажано дека ете си карал по колата, ми има кажано дека си бил малци строг. Вика и јас, вика кога пропушив, не се криев од татко ми, од мајка ми, се криев од брат ми. И ден денеска сум голем против на цигарите. И јас сум, ама иако сакам некој да запалам пура така во добро друштво, меѓутоа цигар не и им се лутам. Сите мои другари пушат. Јас сум единствен што не пушам. И им се лутам. Меѓутоа тоа е нивни избор. И од време сум против цигарите. И мајка ми не, но татко ми беше страствен пушач. Брат ми кога пропуши се криеше од мене, точно е. Тоа и не. Не, па и затоа викам, ми кажа, вика, јас се криев од татко ми и мајка ми. Мислам кога се со мене помалку пуши. Ама надвор ги праќам пред мене пуше, не сакам. Сад мене ако нешто ми се свиѓаше од овие закони што донесоа беше тоа непушењето по меѓутоа са почна кај додеме смрдиме на цигари. Завршува приказната во Легија и се враќаш во работнички. Во Легија заврши некоја приказка. Јас веќе бев уморен од тие шиканирано од тренерот и имав понуда да заглебе Лубин и од Крковија Краков. Во меѓувреме требаше да одам во Анжи, се правиш тоа што ти доа ето да. Роберто Карлос може беше некој. И таму во Анжи, меѓутоа не се договорија нешто со Легија, не знам како беше. И заглебе Лубин ми ги даваш истите услови што има во Легија. Меѓутоа ќерката тогаш беше тоа е зимото, а летото требаше веќе да почне на школа. Прво линия. И беше тубиорното, или да останеме таму крајно, или па они да бидат тука сам, ја горе сам. И јас мислев дека тоа нема шанс. Јас некој инат ме фана тоа со Легија се зарачкав, го раскинав договорот и се вративме тука. Имав некој понуди ми време од Грузија, нешто имаше од Грција, не ги прифатив и си јави работнички.
сегашниот, бившиот веќе поранешен селектор Мрне Ангеловски беше спортски директор. Со него заедно игравме во Победа. Уствари играв, он не играше, беше резервен, беше со мене во Победа. Се друже, пријатели. Брат, мора да доеш во работнички, знаеш, правиме екипа, ќе доеш ти ми презиме добро, услови ни дада феноменални стварно за наши услови. И така се нафанав таа година. Оно се случи после со на този што се случи, таа се И израдува цела Македонија. Знаеш, ја ден денеска тоа ми е многу мило, и тоа од една страна ми криваше луѓето, многу луѓе по тоа ме знаат. А не знаат дека сум играл пред тоа Полска, дека си играл за репрезентација. Нашата јавност тоа по некој, па и за мене тоа гордост ме разбираш, што имаше политички набој таа утакмица, тоа беше страшно нешто. Додека сме кај работнички, ово е дресот што го носеше Панче Ќумбев, кога го даде победничкиот гол против Анартозис, кога израдува целата македонска јавност. Убаво што си ги чуваш. И чува жена ми, ја не ги чува. Поздрав на Лидија. Ја го се прашам, ке немаше ништо од А ако се уствари нема, ќе не кара Лидија, инаку ќе земевме некој од овие. Не, вие нема си дом дома. Ќе треба да спијам ки мајка. Како беше околу? Знаеш како, значи одигравме 3 кола, поминавме, четврто кола Артозис пред таа година играше Лига на шампиони со Интер, со Вердер, и мислам дури победи некој, зема боде. Одиме таму, они 60 милиона евра буџет, ние што да ти кажам, 60.000 евра буџет кај нас, значи работничка македонска екипа. Не, мислам во наши услови работничка екипа организирана се, окей, меѓутоа на тоа веќе европско ниво, тоа е нешто страшно. Одиме таму, провокација од старт. Па не сте македонци, па сте грци, па сте бугари, па сте срби, па ваму таму. На цела трибина имаше као Македонија, англиски Македонија и Грчка, знаеш, провокација. Јас сум малце по тоа прашање пиплив и ден денеска. Јас во Грција одам само ако морам службено, иначе Грција не штапнам. Може не требало, кажам ги таков сум, јас сум си таков. Нема ти си Ќумбев Панчи, тоа е, ти си тој нема. Јас си го имам тој став и знаат моите другари. Еден од другарите таму купи са и камп ме тера, не одам, значи викам, не е проблем, оди ти исто Ти си љубител на Хрватска. Да. Ја колку што знам. Точно. И Црна Гора, да, си одам и таму. Јадрано. Да. Тоа ја осеќам наше, тоа е наше море. Ва доле не е, иначе наше, не е наше море, таму не те гледаат. Ваму не гледаат кога кажеш македонец, знаеш, оно топ. Де си брат? Да, баш така. И играме таму, они јаки не напика ушише. Столе Димитриевски бранеше. Столе беше тогаш младо момче, 18 години, 19. Јаш и Даре Велковски беше. Даре Велковски беше, и Крсте Велковски, сите после што играа штаци. Ја, брат, и голман, и штопер, и се. Од гол линија 5 пати извадив. Значи тоа кога ти нешто тргне прв, две контри, два пати центар определивме, 2 гола дававме, 2-0. Лера, одиме туку, Македонија уфори, викам, не се радујте, ќе доат до Скопје 6 ке њакнат. Значи многу јаки. Ја ги сетив таму. Ја, значи, највисока екипа, ако мене од таа страна трнци 5 души. Абе, Тарзан. А ние канат во Кацки сите. Значи тоаш мали, не знам, Мики Петрович Низок, не знам, Настева, во Кацки сите. Па имаше брзо стајано ти слика, мислам, од Велковски. Даре, со Каков беше? Да. И пишон сам доле као минус 10 килоца. И ида тука и јас дома нарежуваме на CD, патриотски песни, имам тој градски што пуштам, викам. Уи. Само вие ќе тераш пред утакмица. Ама, ја ти кажам, не ме интересира. Па едно име, па оно се е патриотско. И атмосфера наелектризирана, ние се загреваме, флегуваме со, значи, навијачи, такво нешто не памтаме, сега се нежувам што зборам, таква атмосфера наелектризирана да стане, доаѓали стаци и смирале се, такво нешто не памтам. И спаѓаме, брат, кога не фана. Ние пасе бране, више нема. 1-0, 2-0, значи 0-1-0-2. Еден корнер, ама кога не знам, кога ти кажува нешто, Крсте Велковски, и знаеш сон, ти иде бам од прва гол, 2, одам на трибина паѓа на мене. Значи стварно сите скакаат, така што беа стационирани сопругата моја, другари, татко ми, одам таму нема никој. Вака, не може да препознаеш никој. Значи сите оно заврши такмицата, поминавме Лацио се паѓа. И од тоаш као хероја, ја мислам, добро, за мене окей, топ. И кога ме прашаат кој ти е најдраг гол. Па не ми е тоа, има еден подраг гол што го имам дајано, тоа кога се роди син ми Дента. Легија со Белхатов игра, со Слац Врслав дома игравме. Син ми треба се роди во 5, а во 8 утакмицата вечерта. Во 17 и во 20. Ја во карантин, жена ми тука договорено царски рез треба да се прави операт, мислам да се породи. И спаѓаме на утакмица, се загреваме, се враќам телефонот, нема ништо. Таму паметот. Почина над прерав,
Ја 30 минута гол, викам, родене. Знаеш, одам на полувреме, 100 пораки, ми правеа играчи, имам слика дома кога одав гол. Значи тој ми е подраг гол, меѓутоа овој ми е многу драг на македонска основа, на национална еуфорија. И ми е мило што изредов еднаш Македонија, што стварно провоцираа тоа што таму во Кипар, страшно провоцираа. Значи ја тие работи не ги сакам мич, ако е спорт, тие работи не се потребни. Да, ама до се што слушнавме да заклучиме дека на финалиње и на мислам на надпревари што треба да се покажеш, постигнеш гол. Да. Така те води кариерата до ова се што. Да, добро види како одбрамен играч ти ретко постигнеш голови. Меѓутоа така мене ми се поклопило се некои и битни голови и така. Да, точно. А после се случува против Лацио, во Рим не играш. Во Рим не играм, имам картони, а дома играв, Лацио тоаш преак, премеорски. Мене и играв, мислам дека ќе беше истото, значи не. Добро беа тоа кој беа. Клосе мислам дека беше. Клосе, Роки, не знам ста не играм многу, но страшно. Мене ми се случи да не знам дали сеќаваш детиште. Уште бев, ти пишав и порака дека сум во Рим и дека ќе ја гледам. Падна системот во Рим и не се издаваа карти. Пред стадионот, пред Олимпикот дремам, не можам да влезам. Му објаснуваме на човекот дека сум дојден од Македонија да го гледам надпреварот. Вика супер, влези. Ама нели има таму каде што треба бар, мислам кодот да го вика, нема па да влезеш. И битно пред стадионот остана не знам колку многу луѓе. И ефтина беше картата, некои си 10 евра беше, многу народ имаше пред стадионот. Ама не влеговме за жал. Направиме на правила какви сме ние ко клубови, за тоа зборам, значи наши клубови треба да обучат. Јас го дав тој гол и се доја Лацио. И картони имам, не треба да играм. Не ми не носе во Рим. Не, мислам, сум бил во Рим 100 пати. Сум бил, као клуб, као се треба да рече, чекај, дојди со нас пату и таму. Мислам, ја не ни барав, искрено го барав, ама треба сами да им текне да рече, чекај, дојди со нас. За атмосфера, ти си од дел од тимот, значи не функционира тоа така. Тоа е, му треба плати карта плюс 200-300 евра и тоа е клена. За тоа клубовите таму сме кај што сме, цел фудбал. За жал. И во работнички ставаш крај на кариерата? Во работнички за жал ставив со коленото проблеми имаш. Проблеми со коленото се повредив, но и таму и тоа интересна ситуација има. После сето тоа, после тие надпревари, дојде зимото, дојде Ѓорѓе Орански тренер, прекрасен човек, исто личност голема и како човек и како тренер. И газдата дојде, како ќе намалува сите договорите, јас викам, јас ќе си одам, значи не, јас сум дојден да ти договорам, ама не знаеш, а ќе намалува еден куп пари зема од Лацио и од сето тоа. И кога забеја го тера дјаволот, вика, не, те молам тренирај уште 2-3 дена, па ќе се договориме. И на следниот тренинг коленото ми испадна скроз, лигаменти скинати, партал, раскавица се. И тоа беше крај. Значи направив ја операција се и немаше после сврхан. Тоа на неполни мои 32 години, 31 со 32 зимата, 32 години со. Сигурно е тешка таа одлука. Како дојде до тоа? Знаеш како? Значи јас цело животот правам како ме води срцето. И некогаш правам грешки, можеби големи, меѓутоа се правам од ништо не ми е пресметано со математика пред време. Како ме води, така си доафи од Полска, ме води срцето да се враќам, значи оставам таму договор огромен, се враќам, значи не така работам и така ме води. Среќа што во меѓувреме имав понуда за да работам она што работам денеска и така да се поклопија некои работи. Така требало би. Да. Верувам дека било тешка одлука, ти сум играл со сакам фудбал. Првите веројатно беше многу тешко, значи и кога знаеш, одиш, гледаш на телевизија, не ти е се исто, си во работа цел живот, сад ти глумиш цел живот, утро ќе идеш пензија, нема ти е се исто, значи, ме разбираш? Ќе ти фалат она што викате да скидаш живот, значи тоа е нормално. Значи, така и мене ми фали ден денеска теренот, ама тоа е тоа. Да се вратиме уште како во победа додека беше, повик во репрезентација. Малце нели зборувавме за репрезентација. Како беше, како се чувствуваше, значи во присуство, нели, делиш соблекувална со Седловски, со Пандев, мислам дека и Пандев беше, да. Седловски, Пандев, Васовски, Шумоликовски беше, Толевски, мислам дека беше уште со тебе. Сите, да не ги дам Шакири, вие легенди, Чирич, значи сите ги затекнати. Бог да опрости Петар Милшевски, значи прекрасна личност, Јане Николовски, значи тие сите Гигец, Митко Стојковски, значи тоа луѓе со Тони Мицевски заедно и победа игравме со Тони. Значи Тони прекрасен човек и Тони и Митко, тоа се легенди македонски такви луѓе. Ретко се раѓаат. Знаеш како, јас сум по природа скромен и јас кога видам таква нека звезда, ја одам барам од него се сликам, тоа знаеш, уште кога сум мал. Ја и денеска ги почитувам и
Илчо Боров, Велковски, Ранготов, Костадиновски, да не играат постари. Оставиле беле кони во. За мене се тие величниот легенди, спорт. а нема шанса ни на име да му речем. Или мајстори им викам, или, значи, ме разбираш. Гледам некој од помлади деца си дозволуваат на име, знаеш, малце невкусно. Ја тоа го гледам со други очи. Јас сум така воспитан дека постари треба да почитуваш секогаш. Ти приметуваш кој играме на ветераните дека си имам посебен респект спрема постарите. И јас, например, во млада репрезентација, кога доавме, Джиджи беше селектор, помошник Милко Ѓуровски. Јако Милко ми се пресекува нозите. Милко, вие не знаете што значи. Величина. Милко беше, како да кажам, што е са Меси у светот, Милко беше Југославија. Значи, како, таква, он измисли холохопки да се носат под киците. Значи, негова мода е тоа, он прв ги носи, после сите почна да носат. Со него имаше мајци, со него носеат Југославија мајци со ликот на Милко. Прави трансфер од Звезда до Партизан, значи луда глава 200, али човек со две срца. И одам, ја мојка мајстор не може сликам. Вака, шо, дај кам загам сликам денеска си чувам сликата ми е многу драга, затоа што станува легенда е. Ја така ги гледав, ти ден денеска ги гледам така. И после кога ти се колеги на теренот е веќе друго, на теренот Исти смесите на терен. Да, исто си и тераш. Зависи од сваќањето. Ја така ги гледам работите. Може да ни одвоиш, сигурно има анегдоти од репрезентација, од победа, од борец, нешто интересни случувања. Поврзани со мене, така? Што си присуствувал на крај краишта? Има, не знам се, Милко, спомнам за Милко, кажам. Джиджи не качи горе на Панорама, имавме онаа дупли термин, игравме со Шведска, со Ибрахимович тоаш и Турција, дупли меч. И не качи, една недела бевме на Панорама таму и ништо сите професионалци, но нема испањање во град. И Джиджи секој ден со станоци држи као вака ќе така ќе со играме со Шведска, ти ми Ибрахимович и за него ги кажам после анегдотан. И состанок држи, збори вака така и мика да нема некој што некојаш така кажа до стручен. Милко ќе ја да кажам. Джиджи, Милко мора ли? Не, ја да кажам нешто. Кажи. Само ќе се вика, вие мажи ли сте или такво есте? И не шо е работа. А вика, вас ве прашам. Има ли некој маж меѓу вас играчи? И Джиджи шо? Вика, 7 дена тука, еден не избегав ту град, бе, вика, шо играчи сте ви? Вечер си ту град, може да не ме гледам. Джиджи ти у град, вика, бега таму. Шо играчи сте ви, вика, вој там, ја ќе дам со вас. Значи, таков човек позитивен, мајде. Атмосфера сакал да смени. На тренинг во Кочани игравме, прва такмица игравме во Турција во Кочани. И на тренинг ја мести, мислам дека беше Буба Златановиќ голман. Ја мести на 16 и му кај сакаш да ти шутнам. Буба му вика десно. Буба или Зиндели, не знам, не е битно. Десно моје. Таму ти е мама вика вафатија. Мање урашле у ДВС-ка. Ние вака сите стоиме. Па ја мести. Кај сакаш? Лево моје, лево у ДВС-ка. Тето кај сакаш? Десно моје у ДВС-ка. Ја мести четврта му кај мале вика на земи топка. Мајстор на 50 години да кажам, значи местени у ДВС-ка 3 пати, од 3 од 3. Значи такви мајстори не. Со Ибрахимович има една првата таму у Шведска кој игравме у Борос. И сега Евроспорт гледаме вечерта лежам, некои кажуваат од Малме, гледам играчов, ги дрибла таму си дигам, кој е овој играч? Кој наше презиме Југословенско, Ибрахимович, гам, добар, браво. Ајакс направи трансфер тоа. Од Малме, баш тоа го направи трансфер. И спаѓам утре дента. Се загрејаме, тука чекаме за да испаднеме на надпред, знаеш како е. Ние вамо, они таму, судиите тука. И ја ми кажам наши, ајде као момци, као одиме, гледај какви се грди, као ние. И он сврти, а виж, та сте лепи, ми вика. Кој кога гледам вој? Ибрахимович, сурат. А мислам, ме разбираш, не ни знаем дека која, после читам позади Ибрахимович. Ајде, брат. Никоја не фана таму. Мам, аш ти паеш 2 метра, тоа беше голем. Мада гол не ми да го чував, јас гол не ми. И Саво мислам дека не ти да. И Саво не. Тие што ги имам чувам, Левандовски ми нема да на гол, сум го чувал многу пати, не ми. Па да, Полска. Пред да продолжиме за председател на синдикатот, имам неколку прашања само. Чисто знаеме за кој си, како си. Ако треба да бираш, Роналдо или Меси? Тешко прашање. Треба со дај ли малце да образложам? Не, одбери еден од нив. Ниједен, искрено. Ама еден одбери. Меси. Ако сум за Реал, Меси. Ќе ти кажам и зашто ти Роналдо го почитувам, Роналдо е машина. Значи тоа не е човек, тоа е машина, ја кажувам јавно, терминатор. Меѓутоа ми е препотентен, арогантен и себичен, ја таква нешто не сакам. Сакам. И Меси може да го, меѓутоа е по-колективен играч, колектив. А Роналдо е за мене физички појак се, али ако ја треба да составам екипа, Меси би ми играл. Меси. Кирил Лазаров или Пепе Манасков?
И ама погоди сега двајцата ми се добри плати. Знаеш ли ги сакам двајцата ми погоди. Многу ме погоди. Ако нешто збориме за најдобри играч спортист воопшто Македонија, за мене Кирил Лазаров на сите време. Значи тоа иако ми е пријател, два не го кажам од за мене најголем спортист македонски што воопшто ги дала Македонија Кирил Лазаров и Шаван Тристена. За мене. Скромно мислење. Меѓутоа Пепи ми е многу мило велешенец, плюс ми е роднина, нешто ми паѓаме со него. И ми е многу жал што многу малку се фанаа во репстација да играат двајцата. Имавме таква среќа, тоа ги беше. Ја денеска со Пепи се гледам и Пепи ми е, ја не знам, денеска се поздравувам со него, ќе ме фане со тоа раката. Тука те чешка. До тука вака те фаќаат. Летно време ги видиш со тоа мускулите, викам ваква мајка една шраѓа. Игра, да, ај сега да не. Пепи си го сакам многу, али Кири ми е најдобар спортист на сите времиња и Кири. Мислам дека тежи повеќе Кирил Лазаров и поради баџанакот, ама добро. Да, и име презиме со леле, има во Пуше седим еднаш и ја гледам Кире стал на Инстаграм нешто и ја упуш. Јас со Кире Баџанаков, исто и Кирил Лазаров иде. Викам ја да запознам со Кире, си викаме, како така двајца да сте Кирил Лазаров, запознате се. Да се знаете. Барселона или Реал, да не прашувам. Реал, да. Юнайтед, Манчестер, оти еден е Манчестер само, или Ливерпул? Да видам искрен, до пред некој време беше Юнайтед со Фергусон, сега ми е Ливерпул подрак. Само ради начинот на игра, ради не врска титули тоа, не тоа за мене не. Ради Салах, ради Мане, али ако ме прашаше пред 5-6 години Юнайтед дефинитивно. Значи сега Ливерпул. Не ми е да кажам фаворит, ако треба добираш. Да. Ливерпул. Ај, не го земам пиштолот. Да. Пандев или Шакир? Пандев. И Арти ми е добар голем пријател, меѓутоа Пандев е за мене еден, него они Панчев се најдобриот што Македонија воопшто ги дала. Милан или Интер? И тука ме погоди се и ако ме прашаше пред некој време ги речев Милан, после го играше Пандев таму Интер, сега ми е па Милан некако подрак, заради што тоа што никој не ги рачунавме дека нешто ги прави, тоа добро газан, да. Звезда или Партизан? Звезда. Ако ги мислите на удрури, меѓутоа Звезда е помила, оти таму играше Панчев и Најдовски мој идол, така. Па додека сме кајни Панчев или Најдовски? Ај се. Ама да кажам дека Сидни Сика Дарко, секи ти ви јасно, меѓутоа Илија Најдовски е таква личност прекрасна што мислам дека таков човек мајка една шраѓа и не можам да ги споредам двајца да се тотално различни, меѓутоа срчаност, игра, колектив, Најдовски и играчиште Панчев, немам збор. Бев сигурен дека Најдовски ќе го одбереш? Не, Најдовски ми да, али онаа играч како збориме Панчев. Последно, борец или победа? Борец дефинитивно, меѓутоа и победа ми е многу мила и ти кажам ми лежи на срце. Многу ја сакам, меѓутоа борец ми е мајка, борец ми е татко, тука сум пораснат така да. Заврши со кариерата и откаде е идејата за председател на синдикатот на Република Македонија? На фудбалери. Јас уште додека играв во Легија, мој и сегашен колега и тогашен колега Мирко Полевица, председател на Српскиот синдикат, ми понуди да отворам синдикат во Македонија. Имаше некој обид уште во времето додека играв во Победа. Проба, мислам дека Жанко Савов и некои играчи, меѓутоа не им успеа, не знам од кои причини, претпоставувам меѓутоа не сакам јавно да ги зборам. И ми понуди тогаш. Јас реков сега не можам, уште играм, меѓутоа да. И кога се случува баш со повреда, па ми се јави, раздруна. Вика дај да отвориме синдикат. И така почна да некоја приказка. Искрено да бидам, никој не веруваше. Никој, дури јас некогаш бев скептик. Меѓутоа како ме родила мајка ми, со глава низ зид цел живот да, имам голема поддршка од сопругата. Тежок па трнлив изодев, ако да кажам дека 4-5 години финансирав се сам. Тоа се патувања, тоа се адвокати, тоа се хотели, тоа се, не знам, цел свет го шеташ, една карта авионска ти до Коста Рика, не знам, 2000 евра, ме разбираш, таму бевме, значи не е битно, пример ти дав. Се до тоа сами се бои сме единствен пример, ние хрватите што успеавме во ФИФ прима некои скали, прво си посматрач, набљудувач, па си кандидат член, па стануваш член. Тие фази ги минат обично за некои 5-6 години, ја ги поминав за 3. Како ги поминав? Не прашаш, не знам, и да многу работа. Со работа и упорност. И многу, јас сум комуникативен по природа и комуницирам со сите и така, со тие луѓе таму што се главни до ФИФ, многу сум добар, окей сме, јас ги препознавам мојата желба да направам нешто. А дали направи, дали промени нешто во размислувањето на фудбалерите ми е пред се, ги знаам. Ке ти кажам на почетокот,
нима ако за фрканција, ама се кажеш тоа синдикат. И така добивме неколку спорови кога почнам што ми рече, гледам дека тоа се смени и сега последна година кога ти кажам дека скоро цела лига е член, нема да веруваш, меѓутоа тоа се факти. И јас секогаш им зборам нив, значи колку сте посложни, толку ќе биде подобро за вас. Значи ние не сме синдикат кој што се другите синдикати па зависат политички. Ние зависиме од никого, ние направивме Гранков синдикат. Под нас може да дојдат синдикати, ние не зависиме од никого. Среќа наше што ФИФПРО стои за нас. Имаме еден добар сериозен буџет кој што ни дава можности да плаќаме и добри адвокати и да вработам луѓе, така да добро. Спомна дека си успешен во тоа, дека си комуникативен во ФИФПРО, дека ете добро стоиш и со со главните луѓе во знам дека добро стоиш и со генералниот секретар. Например, знам дека секогаш е блиску до тебе. Има, не знам зошто баш до тебе е залепен секогаш. Знам например ситуација во Сиднеј конкретно, мислам 1 километар сте пешачеле и ти играл фластер. Знам од кого ти кажано. Зошто ете, не знам, сите викаат зошто баш до Панче Ќумбев, генералниот секретар? Не, стварно не знам. Јас баш, значи километар точно, и нешто пешачење, фластер. До Бродо, точно. И сите знаеш пробуваат до него, меѓутоа нека чека како со Панче разговарам, да. Не знам дали ми е таква звездата, јас сум комуникативен со сите, знаеш, нас секогаш сум насмеан, весел, јас се трудам на човек да не го погрешам. Ја правам грешки, тип сите правиме грешки. И некогаш јас знам да се извинам, ако гледам дека сум грешен, знам да се извинам. Не знам, така некоја звезда таква имам и баш така, тоа знам кој ти кажал. Значи така беше и се чудеа после као и па на после тој евент имавме некој во Амстердам и таму баш дојам со нас, ја ги собирам балканците сите на маса, тука знаеш тоа е Југославија во мало, тоа е, не знам што да ти кажам, Топс има и пецкање што нормално, тоа е балканска работа, меѓутоа и ќе дое Тео се вика генерален секретар, Тео Ван Сеген, и ќе дојде со нас човек више години 65-6. И ќе дојде мора со нас и тоаш боснаците беа кандидати женови. И сега сите гледаме, помогнеме, никој не му вика него директно. И ја по некој 3-4 виски, во случај ти кажам, вака хапла. Го гледаш и Алдин босанец, значи да ги примите, да ги примите, гледај сите сме се напред човек. И да, знаеш, и други вака гледаат, не ми е јасно. И стана он, други ми кажа, што ти е? Ништо не му кажува да ги примат босанците, што ми? Абе знаеш, ние знаеш полека. Што полека? Кажи му аплодир. Босанец вика, брате, хвала ти, по година да не ги прими. Како рече Тео се вика? Тео, да. Да, ти има загрижени луѓе, ти си фамилиарен човек. Тео по сексуална определба, знаете што е? Не, има фамилија деца. Па добро, готово да не те мисли. Не. Човекот има 2 сина, има многу убава жена, прекрасна жена. Се шалам, И ти кажам и за него кога отидов првиот пат кога викна на разговор во Амстердам, ме однесе на ручек во некој таму, не знам, ресторан. И ја, знаеш, го гледаш главен е таму. И кога му вика, поставој си правиме слободно, кој почне, си му кажувам, он за нив е многу битно на тие синдикати да се водачи поранешни фудбалери, репстивци, тоа многу значи. Пример на камерунскиот е Джереми. Да знаеме сите Джереми. Да, на чешкиот е Поборски, на италијанскиот Томази, на кој ти речем, на хрватскиот Дарио Шимич. Со Дарио ти му гледам. Дарио ми е голем пријател, значи ниф им е битно да си ми презиме. Значи тоа е многу битно. Ван Бастен 2-3 пати дојде тука човек, вака го гледаш, ја паѓам се с Ван Бастен, што да кажам, ти не го памтиш, беше помало. Како не, мислам, имам гледано од него. Ван Бастен го гледаш и тоа Меси и Роналдо што денеска, Ван Бастен беше на време. На Ван Бастен е голото од 16 тој е најубав гол историјата на фудбал за мене. Често патуваш, нели, конгреси така работа. Како било во Мадрид куферот кога ти го изгубили? Многу информации имаш ти. Тоа беше. Како што знам, нели, треба да присуствуваш и со дрес-код. Направив еден голем кикс тука. Имав 2-3 часовници така повредни и ги стави во куферот. Не размислувам, знаеш, она ги ставаш, не размислувам, ја летав од Софија, да летавме, значи подруго кога леташ од Софија, малце знаеш. Меѓутоа куферот заклучен се не нормално и ставам, не може да сум 1.82, треба не таму одело менуваш, па нормално, тоа дрес-код си има, се окей. Одиме и ги носиме супругите до друг хотел, знаеш, 2-3 дена шетаат, нема. А ја супругата моја исти куфери имаме. И летаме од Софија преку Рим до Мадрид. Не, преку Милано. И у Мадрид се туеме, чекаме, испајат куферите, едниот испаја, го зима, другиот куфер го нема, врти го нема. Мене ја за ми зеде, викам, амо оти. Одам таму, да, изгубен багаж, добро.
одиме, ваму немам што да носам. Така ја со фармерки со мајчи. Сите се спремаат Ајде со Стојче со колега. Од тука одење среќа имаше еден, Поздрав до Стројче. да, имаше хајм, па кошули пробувам, па среќа Јано Мухаше на словачкиот синдикат заедно со него Легија бевме и него му помогна вистава влезе. Он ми да исти број чевли носев, па кошули купував дента. Тоа знаеше, тоа беше нервозен 300. Жена вика шетаме, како шетаме? Оди шетаме, не ме зеде, треба да со мајца на конгрес, нема за фркар. И така и си умре. И имав 2-3 костума натре, 2-3 часовници, ама тоа е. За Нека се памет. спие таму. За друг пат, за памет. Ме обештетија нешто, ама ме обештетија колку што кошта еден часовник, нема врска, тоа е тоа. А полски научи да зборуваш? Нешто верам. Та тамата. Да. На полски знаеш, на полски пеачка македонска би ја поканил во тоа е тоа. Која ти би да видиме како звучи сето тоа. Да поканам некоја пеачка. Било која ти која сакаш, не битно. Чекај сега да видам која пеачка, жена ми дома ќе ме, знаеш, мора малку размислам која да викнеме. Пеач нека биде, нема врска. А, пеач може. Ај пеачка нека биде, пеачка. Е, која пеачка македонска? Е помалку лимон. Народно или забавно? Е забавно нека биде. Дај некоја постара ќе ме караат дома. Па, млади. Нема врска да што има врска, тоа е за Значи, кај нас да гостува, нека тебе Да дома. изборувам кој не зе да изборувам, така? Да, слободно покани во тоа е тоа на полски. Ме фана само малци. Е Тамара Тодевска покани. Каролина Гочева Не, ја знае покани. химната Тамара. Не. Ја знае, научил. Добро, не. Не Каролина. Ке од забавни која да покани. Елена Ристевска покани. Еј, не. Дај нешто народно, дај народно. Народно, ајде од народните одберите. Од повозрастни некоја, не знам, Блага Петреска е некоја, не знам. Таму што се легенди, ја. Пеач одбери, не битно, нема Наум врска. Петрески, може, Наум многу Петрески сакам покани. Наум, значи. Покани го. Жал за Деспина. На полски. Да гостува кај тебе во следната. Во тоа е тоа, нема врска кога. Само да услушнеме на полски. Тоа е си инвент до пана, же би настепње епизоди тоа, бил гошќ и погадала би с жарком, же би добре се покомповали. Не гази времето, ама многу сакам да слушнам за уште две работи. Што мислиш за моменталната ситуација кај нас во Велес за фирмите големи што ги имаме? Зошто мислиш дека не застануваат еве зад некој спортски клуб, дали е борец, дали е фудбалски, дали е ракометен? Што мислиш што е проблемот кај нашите гази? Затоа што еве на пример го имаме кавадарци, имаме нели луѓе што застануваат сериозно зад клубот и го водат клубот да го изнесат на прав пат. Што мислиш кај нас каде е проблемот? Може ќе звучам сега малце, ама слободно звучи како нека звучам, нека се налутат, Да. ако ми се некој од нив пријатели. Знаеш како? Ако тебе не те интересира просперитетот на градот, не зборам само за спорт, зборам за култура, зборам за, не знам, за хуманитарни акции и дела. Значи ти не се осеќаш Велешанец, така го гледам тоа. Ако некоја фирма која што прави милиони обрт на пари и не знам што, ако него пецна да инвестира во РК Борец, во борачки клуб Борец, нека не биде фудбал. Да, затоа реков, нема врска да. било во кој туку не се чепне Ако за не живот, за те, живот. знаеш како за нив тоа е за нив кај ја немам пари за тие работи, а другар денес кој софра преш на Романтик 2000 евра плаќаш. Пиете таму моети пури се пушат, не знам, зглумиме лудило, ние живееме во Велес, не живееме не знам каде. Разбираш? Мала град се знае. Меѓутоа, јас едно викам, знаеш како? Раката што дава не се суши, тие што даваат, јавно ги поздравувам сите и ги охрабрувам па да даваат. Не треба ти да даеш пари. Значи, дади ти услови, дај, не знам, купи опрема за ракометарите, купи опрема за фудбалерите, одбојката, не знам, да не Тоа што го правиш и ти реално, значи гледаме дека Јас се трудам помагаш кај клубови, можам да, и колку можам со моите да. можности, меѓутоа Да, ма- не можам многу, да. Не си ти нели со фирма позади од 5000 вработени. Јас се, знаеш како, пак ќе кажам, не сакам некој да суди навреди, значи не со тоа не го сеќаат тоа некој, тоа не го сеќаш џабе ти на некој да му речеш дај, ќе ви ги дам таму кој знае кој ќе јаде ќе биде. Другар, не бе, донеси ти, Твој човек, нека биде. стај човек твој, нека му раководи со средствата. Значи крај крајава од Велес и за Велес тоа останува. Не те ми лутрат РК Борец тука да носи фирма тоа, не знам тоа, не го разбирам јас. Еве сега со фудбалов ги даваат на арена на природите. Не те мило на арена утре те гледат цел Балкан дека ваму фирма твој стои. Ме разбираш? Тоа не ти тоа е тоа, не ти убаво стои тоа. Треба ти убаво брат, ме разбираш? Не се сеќаат ти луѓе, ти кажам искрено, голем број од тие луѓе се им е на поклон дајано така да некој го немаат сами сработено и не знаат, Не знам како се од другата страна видиш. Сега ги кажам едно што ја практикуваме на узречица што викаат србите. Оно што го имаш и што го делиш со сите е твое. Оно што очуваш за тебе е туѓо. Значи има тука две опции. Оно што го делиш со другите луѓе, го имаш
направено поштено и го даваш од срце. И го даваш да си човек. Она што не го даваш и го чуваш за себе, или ти украдено, или утре кога ќе починеш ќе трошат зетевци, снаи има и па нема бие твое. Така да, ја тоа секогаш го потребувам дека да, треба си да ствараме за фамилијата, окей, меѓутоа ако имаш малку одвишок, дај на тој што нема. Да, на крај крајште за нешто добро и реклама ќе си направиш. Да. За самиот крај, што мислиш за баражот? Оти сите сме таму насочени. Денеска некои информации спомна дека као може да се игра неутрален терен. Така нешто денеска најново нешто. Дај Боже да биде така, мислам за нас е убаво. И да бидем искрени, Тешко ни се падна. прво е светско чудо што игравме европско. Значи тоа е факт и јас кога се играше баражот си дав збори, И си го исполни, си го исполнив, да. Си ги однес од врелите таму, значи си гледавме, си живавме, значи тоа е настан што можеби нема да се повтори никогаш, е настан за цел живот. Јас прво, па сите околу мене да се го памтим. Второ е светско чудо што играме бараж. И трето ќе биде светско чудо кога поминеме Италија. Па дај Боже после и Португалија, да. Ми искам да бидам европски prvак Италија, сега не звучам као Песимистички туку. Јас сум само реален. Дај Боже, значи фудбал е сега, можно се случували Топка е големи се чуда во фудбалот, да. Меѓутоа шансите се многу мали, меѓутоа па и покри се што направија момциве треба да им се симне капа до под затоа што стварно не ставија на мапата на јас сега кодам мамо на FIFA ме гледаат со други очи. Па кој тебавме Грузија вечер имав преку 20-30 пораки од цел FIFA за успехот што нели? И од генералниот секретар. Ако да кажам дека од цел Балкан само ние и хрватите бевме таму, значи ме разбираш, тоа е голема работа. Успех. Не момците гинат на терен, тоа е голема работа, така да сега јас европско нели ракомет, јас сум болен за ракомет, значи како да кажам, стварно многу сакам ракомет. Ја дома кој има на арена кога даваат ракомет или фудбал ракомет гледам. Значи Бундеслига даваат обично лига на шампиони. Стварно многу сакам ракомет. И една пофал прескаш за тоа за Кири реков, значи секој светско европско не играме, значи тоа е континуитет, не виде, не е сега ни селектор и тренер. Се надевам дека ќе продолжи тој тренд да расте, маги идеме сега промена на генерација, меѓутоа има па дечиња кои што работат и кои што види Македонија е ракометна нација. И од времето на бивши Југославија, значи Пелистер играл прва лига славенска, тоа било таму битола лудница. Играле, не знам, и борец, им играл наш борец, играле порано, играле на отворено, на други димenzии. Имам гледано фотографија, да. Значи тоа борец им играл на полуфинал на Куп на Југославија. Значи тоа е нешто, ме разбираш. Така да секој спорт го поддржувам, меѓутоа ми се најмили фудбалот и ракометот, дефинитивно. Ништо сите сме заедно со во баражот за нели за да поминеме, требаше подермо, нема нова информација, нешто се испана дека може да се игра неутрален терен. Дај Боже, така шансите ни растат. И Белград нека биде неутрален. Тука Белград, Загреб, поблиску Софија, ако може некаде да не потујме. Тука некаде вака да биде. За самиот крај сакаш да упатиш кон гледачите, некои што те гледаат, што си им бил идол, на младите што започнуваат сега спорт, сакаш да им упатиш некако да ги мотивираме сите. Имаш нешто да им кажеш? Може би кажавме на почетокот на емисијата, значи апел прво на родителите да ги ослободат малце децата од оној притисок несвесен што им го прават. Јас сум сигурен дека родителите не се свесни, сигурно не го прават тоа намерно. Да им го остави, јас имам две деца и знам како е. Те боли секогаш нормално прво за твоето, па за другите. Меѓутоа да го ослободат малку притисокот. И ако сакаат децата да тренираат, да им дават услови да ги поддржат, меѓутоа никога да им прават притисок дека мора утре да биде фудбалер или ракометар или боксер или борач, затоа што пред се нова наша држава Македонија се потребни луѓе. Дали ќе биде некој фудбалер, дали ќе биде инженер, глумец, доктор, тоа детето ќе се одлучи само понатаму и само така треба да гледаме работите. А на сите деца им порачувам да малце повеќе се дружат, затоа што за жал денеска овие социјални медиуми и телефони и лаптоп и глупости и PlayStation не ги направи работи, јас гледам преку моите деца за жал, дома секој ден имаме каф ги расправи и апел да се дружат, да спортуваат, да излегуваат на улица. Јас за жал многу малку гледам деца да се играат на улица. Наше време не се прибиравме дома, сај не може да не најдат. Баба ми сори банка да трчаше по нас да ни даја да јадеме, значи тоа е факт, тоа се вистини. И апел да се воздржат од овие пороци што ни се денеска случуваат, од дроги, од алкохоли, од глупости, од не знам, да не зборам за други работи, меѓутоа да гледаат, да спортуваат, да се дружат, да бидат едноставни, да не па оние што се тинеџери да не гледаат многу вести и телевизии, партии, тоа да останат се настрана, секој нека си има своја опции и партии, меѓутоа нама се бидат сите исти затоа што сепак ако со некој си растал цел живот, утре ако он бил од една по друга партија да држат партија не живи со неа, има и такви случаи за жал. И мене тоа ми се случувало.
Оти сум зборил многу, па не го дружите од другата партија, бил против партијата. А не, кај нас не е тоа си за, него си против, ме разбираш? Ако ти имаш свое мислење, не, во е против. Значи ме разбираш, значи тоа е за жал кај нас така. Живееме во лошо време со ова корона, мислам дека направи ресет на сите, а и колку е лоше, толку и добро ни дојде на сите, како беше она Вицон што кружеше на Фејсбука и вика дома, вика жена ми добра жена била, бе, си правиме домашни супер, значи баш оно не врати малку реалноста затоа што трчаме сите по кариери, по пари, по успеси, по забораваме на основните работи и за мене ја практикувам и ден денески, ти ги знаеш мои другари, ја ги собирам, се собираме, сакаме се дружам и тоа ме полни со енергија. Ти благодарам за твоето гостување, ти благодариме за убавиот разговор. Се надевам и следната сезона ќе можеме да се дружиме. Ви стојам на располагање секогаш и мора да те пофалам јавно. Добро си се приготвил, си прашал таму некои луѓе многу што ми блиски, вие работи само они ги знаат. Добро си работи живота да продолжи така и се надевам дека ќе растете и ви посакувам се недобро. Фала ти, Панче. Фала. Сакам вака да завршам емисијата. Тоа длеги адрес, да. Ви благодариме за вашето внимание. Сигурен сум дека уживавте во разговорот со Ќумбев. Јас сакам да упатам голема благодарност до нашите спонзори и помагатели: Atlantis Invest Group, Дематели Home Center, Декорас, Дореми, Железара Митмар, Офицерски, Унистар Трейд, Гласифей МК, Сркл, Пента Продакшн и самоуслужна автоперална Димитриевски. Ви благодарам и останете во добро здравје.